Кога видов колку производи има направено, викам, ја мора настан да правиме. Они ги дизајнираат? Супер Ирина, ама немаме пари за ова. Уживај ќе најдеме. Помогни Кјути на крајот. Да. Треба да зборуваш за да инспирираш. За смешни пари правиме. 2% Кјути ги. Ги учев првен да везат, па потоа седнавме на машина. Кога е економска криза, се враќа злато у мода. И тоа ли има врска? Всушност е бодликава жица, ама и кога го биравме логото, затоа што ни беше донација од една графичка дизајнерка, Јуле Росуклија. Многу беше интересно што мене ми беше исто фаворит. И една од жените кажа, ајде да биде ова затоа што има пеперутки. Значи секој со своји очи си го гледа, за некој представува нели бодликава жица, за некој си представува ете некоја слобода и пеперутки. Пеперутчина, ама мислам дека баш го символизира сето она што е Меден и Дризово. Шивачката работилница. Па слушај, таму и ќе почне муабетот секако, затоа што така некако тек нимаат епизодите, ја ти кажав, баш епизодата последна е со Тони Зен, таму малце он спомна, ние за тебе така индиректно имавме чуено уште од пред концертот негов, со кимонот или после концертот. Малце така се крена на актуелност у тоа време. И ние си го чепнавме Тони, ни раскажа, доста интересно. И еве си ти денес тука, фала што дое. И затоа викам, па зашо и да не шо, така и да продолжи приказната. Нормално ние после ќе се вратиме од кај сето тоа почнало, ама еве го, и Дризово, зашо и Дризово, како таа идеја? Се се случи многу спонтано, ја немав никаков план, значи да кажам еве сака одам ќе нудам соработка на КПУ и Дризово, туку всушност они побараа некоја поддршка во донација на волници, затоа што имале некои плетачки активности. И тука ги поврза, организацијата Connect ги поврза со мене, као, окей, мојот пристав беше, добро, волници ќе најдеме, ама ајде идеме на Level Up. И закажав состанок со директорот и отидов као со цела PowerPoint презентација. Тоа ќе правиме, ова ќе правиме, значи цел пич имав спремен. И човекот мислам ме изслуша и само ми вика на крај, супер Ирина, ама немаме пари за ова. Уживај ќе најдеме. Денес имам семки од коноп. И знам дека е многу богато со протеин, сега прочитав 34%. Прво омега-3 во оно идеалниот однос. Железо ми е многу важно. Магнезиум, калиум, цинк, манган, сите тие микронутриенти. Протеини ти кажа, во нај-bio-available форма се овие есенцијални киселини. Не е онако што луѓето мислат дека се напиеш ти супермен. Него континуитет, кога си месеци, два веќе сум by the book, има разлика. Седиме со Младен ваму у лобито кај што ставивме телевизори. Падна муабет, дај на Вол да ви име некој Wi-Fi екстендер се вика тие, као рутерче, ама само ти го продужува Wi-Fi-то од главното. Еве бе мрежна опрема и еве ти го. Данк, леле, ова ми е многу кул човек, Wi-Fi од Волт ки си нарачен. Мало е. Слушаш Младен, еве ти го Wi-Fi-то. Ајде ти готово. Поздрав, чао. И подпишавме меморандум за соработка, објавивме на социјалните мрежи, одек на тоа во јавноста, значи се тоа се случуваше лани. Во јануари. За пари за шивачки машини? Да, за се најдат значи машините, опремата, материјалите. И пуштивме буквално на социјални мрежи, медиумите исто тука го преземаа тоа, ме викаа на гостувања и луѓе почнаа да ни пишуваат. И во меѓувреме дур да добиеме просторија каде што би била таа шивачка работилница, јас држав фолбуки во женскиот затвор, затоа што сакавме да ги селектираме жените што ќе бидат вклучени во ова, да видиме која навистина сака, која ќе се пронајде во ова, затоа што многу малку од нив има некоја предзнаење, а некои беа стварно желни да научат, некои сакаа само си го пополнат времето нормално, така да правевме некоја тука како селекција и лека по неколку месеци успеавме да создадеме таа работилница. И еве луѓе и ден денес ни носат материјали. И учевме, ги учев првен да везат, па потоа седнавме на машина, па правевме палета на производи, почнавме со tote bags, значи со ташнички, па несесерчиња, еден тип на несесерче, друг тип на несесерче, подметачите за чаши, значи лека по лека, така да имаме поголем избор. И дојде летото, во меѓувреме се смени групата на жени, затоа што јас работам главно со жените од отвореното оделение. Значи тоа се жени што имаат прилично мали казни. Аха.
И сега тоа колку што е супер, мислам што ние ќе ги научиме, ама они ми излегуваат. Па откаде дојде нова група на жени. одат као Да, мислам така и треба да биде, нели? Сега име веќе година дена подоцна работам више со четвртата група на жени. Значи си се менуваат, си ротираат. Мора да обучуваш. Да, нонстоп морам да обучувам. Ови влагат, не излагаат. Додека пак затвореното оделение ни е вклучено во некои од везачките активности. Иако целта на оваа година сега е да пробаме да ги вклучиме повеќе и нив. Затоа што јас, да, ако успеам да обучам некоја жена што има навистина голема казна, што таму, например, има две девојки што се околу 20 на години, што имаат по 18 години казна. Аман бе. И јас за 15 години, ако таа има желба, можам се да ја научам и на 40 кога ќе излеза, што се вика бизнис да почне. Значи сопствен бизнис да почне. Но секако нели мора да има желба и интерес од нивна страна, зашто значи никој не форсираме, буквално кој сака. Но кога помина летото, кога се вратив ја во шивачката работилница, што ни пев на некој обуки во Скопје, кога видов колку производи има направено, викам ја мора настан да правиме. Значи што ја полека се продава на своја рака си. Да, дека научија како се шијат ташните и веќе немаше потреба ја да доаѓам тој месец дена што ја не бев тука, немаше никаков проблем. И почна да прават ташни со цртежи различни, значи јас не се мешам никогаш во креативата. Чекај, и они ги дизајнираат? Цртежите што се везовите си ги прават они. Значи, иначе ташната како да изгледа, тоа јас ја ги имам научено, да. Као грубо вака ќе личи, ама внатре како ќе си го... Доколку има нешто нели везано, што имаме и ташнички што се еднобојни, да, што не се везани. И кажав, мора да правам настан. И побарав дозвола од градскиот трговски центар, горе на зелената тераса, крај на август. Направивме како попа продавница, траеше 2 сати. Уште првиот саат 80% од производите ги продадовме. И многу ми беше драго затоа што и самите жени беа дојдени тука, стојат страна. И самите видоа поддршката од јавноста. Затоа што јас секогаш им кажувам, после секој настане и вака беше, така беше. А они не знаат уствари првично. Мислам, они знаат од тоа јас што сум им кажала. Ама друго е кога си видоа сами со своји очи. И како луѓе остава и многу повеќе пари и купува повеќе производи. И тоа не беше само моментот купувам за да поддржам, туку моментот беше купувам зашто сакам да си го носам. Да бе ми се свиѓа. Да, значи тоа беше главната поента. Да, се свиѓа. Да. Затоа што не е само купи го и после се шутка по дома. Мислам, не е тоа, туку баш да го користиш. И имаше така многу убав фидбек, се собра поголема сума на пари, дека јас сум тука транспарентна во целиот процес, се им кажувам толку пари има, така има. Затоа што се уште... И после си користите средствата, си взимате нови материјали. Да, значи дел од средствата, обично половина оди на нивните сметки, а на затворските сметки ја им ги уплаќам, додека пак... Чекај, нивни лични, што значи? Не, затворски сметки. Што значи тоа? Каква е таа затворска? Значи, ама неизина е? Неизина. Неизина? Имаат они сметки во затворот. Ај тоа објасни го, не го знаеме така. Не знам точно како да го објаснам, значи си имаат сметка... Дали е вистинска сметка у банка не тоа? Не е во банка. Во затворот таа сметка. Добро. Што затворот изиграва банка? Не знам тоа законски сега како оди, ама во самиот затвор си има сметка, законски регулирана, каде што јас им ги давам средствата, а они откако ќе излезат, ако во меѓувреме им заврши казната, може да се ги повлечат. Па на тоа мислам. Да се ги добијат кеш како вистински пари. На вистинска банка. Да. И нема не е некоја специјална валута тоа таму. Не, денари. 1000 денари ваму, се 100 денари у затвор. Не, сесија како што треба. Браво, тоа. И јас сакам да... Чекај, пола од средствата одат. Пола одат за нив, значи зборувам од после така голем настан кога ќе се соберат поголема сума на пари. И другата половина оди за конци, што конци цело време трошиме. Материјали некогаш и купуваме плюс материјали, затоа што да имаме донации, ама не сите материјали се окей за тоа, за машините што ги имаме. Значи комбинираме, правиме, се опремува одредени исто работи во работилницата. И сега всушност најглавниот предизвик мене лично ми е да најдеме спонзорство, донација, што ќе го реновира просторот. Затоа што нормално жените не се служуваат нивните пари додат за
реновирање на просторот. Така да. И така и треба да биде, мислам нема зашо Дадеше они Они ќе да го го прават плаќаат. затворот. И затоа еве пуштам и преговас апел до општествено одговорни компании дека убаво би било да Кој ни државата помогнат. Државата нема да ни помогне. Да ни помогнат во реновирање на тој простор. Се работи за просторија 40 квадрати што има голем проблем со влага. Значи Дризово лежи на вода и секаде има влага. Добивме и донација на одвлажнувач, што исто нели помага малку, ама не е тоа. сепак не е тоа. Колку жени се тоа обично? Онака Па јас работам со 4-5 жени, ама викам се ротираат, се менуваат, да. Додека и од затвореното оделение имаме уште 5 жени што по потреба се вклучуваат во везачките. мислиш дека активности. толку е интересот или толку е и реално практично? Не можеш ти 20 таму Да, не можам, мислам повеќе од 10 јас во обучуваш. исто време не можам да Така. обучам, плюс немаме ни толку машини, само да И нема бидеме нели потреба реални. валјда тоа. Нити па да има потреба, мислам да Тоа, правиме. Значи, окей, природно си дошло до Да, бројка. така некако си дојде природно, иако нели ако некоја си покаже интерес дека сака, Не се одбива. ќе да, секако ќе се вклучи или па имавме жена што беше вклучена, ама на незиниот викенд надвор направила нека глупост, па за жал не може да ја вратат, па моравме земеме друга жена. Ама тука нели секој си знае за себе, си одлучува Shit за себе. happens, затворен на крајот на денот. Да. И ова е тоа што они го работат и активноста и сето тоа не сакам да видам каква врска има со ателјето и дали е тоа тотално Не, ова е одвоена. скроз друго, но Ова ова е нема скроз врска со трето, мене и така. со мојата работа, ја ова си го работам Ова е трето. волонтерски од душа, јас не земам никаков процент од ова. Јасно. Значи сите Океј. средства си одат за нив, затоа што сметам дека и секој пред се како граѓанин има должност да направи нека промена во општеството. Да, морам Нели ти во кажам, зависност на своите можности. Така си. морам ти кажам, зашто ми тоа, Да. значи, да, нормално, М. глуп мозок ми да смеам за свашта. Кога си отворив ја прв пат Мгм. твојот сајт и си Да. гледам Ирина, и гледам, сериозно ателје, дизајн, кој што сум научен да Мгм. очекувам од модниот свет. М. И ми се помеша сликата со Идризо и си кажам, види, си нашла бесплатна работна рака да си шијат модели. И нормално, значи ова беше чисто. Не, они не колку шијат да си облека се- затоа што као прво и за толку кратки месеци не ни може да научат. Не, да шијат знам, облека. ова ми се споделуваше како ми Да. дое, М. она да си се изнасмеам Да, и нормално дека претпоставував дека си е ова тотално одделно, да. ама за тоа те потпрашав. Да, јас дури гледам, мислам убаво што благодарение на мене, мојата работа, луѓе што ме познаваат, медиумите, се дозна за сето ова и така стигнавме и до машините, до материјалите, значи успеавме да создадеме работилница без финансиски средства, без грантова поддршка од некој. Но не е работата јас да бидам лицето на Медени Дризово. Јасно. Да, јас давам поголема видливост, зборам за него затоа што јас сум единствена што може да зборува, затоа што осуденичките како прво има посебни работи што треба за да може да се снима во самиот затвор. Да, они Нити па не не секогаш они сакаат да зборуваат или да се покажат нели со лик. И затоа е многу тешко, ама и многу се работи за доверба. Мене ми беше на вистина многу значајно што и граѓани на пример на почеток ни донираа и финансиски средства. Зборувам за граѓани што јас од никаде не ги познавам. Значи не се мои клиенти, не се мои пријатели, само виделе и ми кажа ако би сакале барем еве 1000 денари да донираме да помогнеме. Ја викам супер. Ќе купам конци со тие пари. Ама јас на пример немам слики во затворот дека ние стварно имаме работилница, дека стварно сме везале, затоа што мене телефонот ми го земаат на капија. Значи тука е стварна доверба. Поверење, да. А мислиш луѓето имаат доверба дека дека јас стварно тоа го правам, да. Да. И затоа осеќав некоја многу голема одговорност и кога беа тие првите работилници во женскиот затвор кои ги селектиравме, земав едната тратка, ја има баш кај мене на Инстаграм, каде што ги замолував секогаш да ми напишат нешто, оние кои сакаат, по завршувањето на работилницата. Аха. И потоа кога си одев кај дома, мислам дека солзи ми доаѓаа ептен вака на очи, многу бев емотивна од работите што ми ги напишале. Зашто јас не читав, дури не ми пишуваат. Дека многу се благодарни што ете надворешниот свет не заборавил на нив, дека ова им дава некој мотив за понатаму.
дека им помагајте и финансиски за кога ќе излезат од затворот да имаат некои финансиски И средства. вештина добиваат. Мислам дека плюс, тоа е нели, најважно. вештина? Новата вештина. Тука ми е многу важно да споменам дека и една од жените што јас ја викав матицата, затоа што е жена во години, толку сите ја слуша и на некој начин она ми беше и како асистентка, заедно работевме или кога јас не можам да дојдам, она ги извршува задачите, менаџира дали е секако што треба. И заврши казната, ама е првата осуденичка што сама изразила желба да се враќа во затворот, само за да доаѓа во шивачката работилница, кога јас не можам да дојдам. Ја. Последи. Исто доаѓа и во моето ателје, повремено ми помага во везачките И активности. дали некоја продужила надворот? Да, Успешна она ни приказна, е дали пример, имаме, да, да. еве сега конкретно уште немаме објавено јавно, ќе кажам кај вас. Претседателката ни даде на државата, ни даде облеки, мена ми даде во моето ателје, кои ги изеле молци, а и се многу драги. Значи сите си имаме Аха. некои облеки што сентиментално сме врзани, може и да е Так. најголемиот партал, ама нели убави Јасно, приказни јасно. нешто се случило. И ми вика многу ми се драги облеките, молци ми ги изедоа, дали може нешто да направите? Чекај, неизини. На председателката председателката, баш да. неизини. Лични 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 облеки. И јас викам, јас не можам ништо да направам, ова треба да се везе, ама не сакам ја да го везам. Се јавам на жената доаѓа кај мене во ателје. Ние ги изработуваме. На председателката не се веруваше. Вика, што сте направиле? Колку јако е. Па и се од тие за помилување што ги имате? Да, сега ќе има некои промени на кривичниот законник, каде што оние осуденици кои се дел од работни активности ќе добијат нели некој плюс за намалување на казната. И мислам дека и Аха. тоа ќе ги активира големо дел од осудените лица Како да се мотивација, вклучат. да. Затоа што за сега тоа, значи на страна шивачката работилница, ние окей заработуваме, како социјално претпријатие се реинвестира, одат парите кај нив. Ама оние што се вклучени во другите активности, не само на затвори Дризово, туку зборам општо за другите затвори во Македонија, добиваат многу мала плата и нормално осуденик што не му е до пари, ќе кажа, не работам за тие пари, ќе се седам, ќе си уживам. Све ми е јадење, мадење си јам. Да, се ми е платено. Ама мислам ако се случи оваа промена што се најавува на кривичниот законник, дека ќе сите ќе се активираат некако. Браво, зашо Бенефициран стаж у затвор. мајка ми има работено истражување у затвори Мгм. 2 живота. Мгм. Се смеевме порано комшија ќе дојде кај мајка ти, викам у затвор и ме гледаш. Абе викам истражување. Да. И баш кога ги кажа вака и вака, вика бе, браво. Знаеш колку пати вика сме апел, барање, дај за луѓево нешто да направиме у Да. стил на кој ќе излезат надвор, некоја реформа нивна у главата или вештина или нешто да не е само седиш таму излегуваш се ево осуденик Да. бил и да те осудуваат сите што Да, па имаше едно Сега ова е да. добро што повлекува некоја стигмата е бран. всушност поголема од затворската ограда. Да, Значи стигмата кога ќе излезе тој човек надвор во општеството, многу е тешко да најде работа и да се реинтегрира, особено ако лежал некоја долга казна, тој се научил само да лежи 10-15 години и храна да му стигнува и како тој човек после да биде работоспособен кога ќе излезе од затвор. тоа помислив кога кажа за тие Себан. девојчињата по 18 години која се викам зашто не би им олесниле казна ако еве активно сакам да се подобрам. Да. Сгрешив, заебав работа, тоа е, се сите сме луѓе, јеби ga. Некој Ај, повеќе греши, некој да. помалку. Ама еве, ајде, дај некоја втора шанса, Да. нека се 18, нека се 10, нека Ама се и тука 8. би спомнала, знаеш, Ама да се активираат и да сакаат. да, и кај ти. нас оние жени, се зборам конкретно за жените, зашто со нив Да, со нив си работам, не имаш можам да контакт. кажам за мажите, не сум била во машкиот дел од затворот. Тие жени кои завршиле таму, ние не сме амерички филм. Значи не оди таа жена по улица и со нож да боде луѓе. Значи таа може направила некое лошо дело затоа што едноставно во тој момент немала избор. Затоа што Јасно. можеби сопругот неа ја малтретирал, немала каде да пријави или пријавувала и гледам и сами институциите Мгм. од случаите што сега ги има дека ништо не преземаат и на крај нормално дека таа ќе направи нешто. Своја рака. Значи не се Такви Не се- случаи се, Да, такви случаите случаи се не така, се како што- сите оние, не се и сите вакви, не се и сите па на А другата. секако има тука и секакви судбини, значи секакви приказни. Јас на пример жените со кои што работам, јас не ги прашувам зашо се таму. Значи ако они сметаат дека треба да ми кажат, Така си. ми кажуваат. Јас ниедна од нив ја немам прашано. И за голем дел од нив дури на последната недела, последниот ден пред да излегуваат, сама осетила потреба да
да ми раскаже зашо е таму, јас веќе со месеци сум работела со неа и Имало, никогаш не- например, ситуација, си не се се- супер лике, си се и на крај дознаеш дека за некоја потешка работа ти кажеш па Па не, добро, овие што Или се овие со се мали све се казни, лесно. да, се не, гледаш, нема она е нешто. у таков отворено оделение. Нема и се тие така. што се од затворено оделение, мислам од приказните кои што ги знам, обично била така, немало избори. Ја како жена, си превземала правда во своји Да. раце. значи не сме Америка и Така, да се да, прават бе, јасно, рандом не, глупости. На улица други. Или онакви умислени плански злосторства. Дел од криминална Да, банда, па не. дрога му. Не, мислам, не знам за кај мажите, сигурно кај мажите има нека Не, таква за приказна, жените ама сигурно. за кај жените, барем од оние со кои што јас сум работела, не секогаш било затоа што едноставно или институциите биле глуви, или таа едноставно, мислам, таму има и жени што не знаат да читаат и пишуваат. А ние зборуваме за 21 век, еве ја тетрадката кога ја дадов, имаше две млади девојки што ми кажа, може ти да напишеш, ја ќе ти кажам. И тоа мене ми беше како шамарче, како, и, абе, у денешно време некој не знае да чита и пишува. А млада девојка, значи ние збориме за жена над 60-70 Така, години, јасно, што ете на времето може некако не ја пратила во школа. Значи секакви судбини има и затоа не треба да се стигматизира, туку баш да им се даде некоја можност да им се покаже дека може да направат да сменат насоката на својот живот, иако на крајот на денот се зависи од нив. Мене многу луѓе ме прашуваат, Најважно е шанса. да, шанса абе уште да има. работите Ако со не сака- Идризово? Да, уште работите со Идризово, и викам. Демек уште трае тоа, викам. Тоа не е грант. Значи Аха, да трае демек- проект една година, Да, па да. завршува, па јас си одам чао. Тоа ќе трае дури они сакаат. Така е. Додека има интерес од нивна страна, ќе го водиме. Кога ќе згасне интересот? Се згасне живи и и тоа. здрави, Така така е. е. Значи не, јас Ако не не можам згасне, нема да згасне. со сила да ги терам. И сега си седиш ти таму рандом некој ден, лето, не знам кога, и на недоговорено рандом Тони Зен ти се појавува. Да, многу беше јако дека ја и Тунизен се упознавме у Идризово. Да, ја бев во шивачката работилница, претходно всушност се видов со директорот, имавме состанок и нешто ми спомна века и ќе доаѓаат музичари, А он кој ќе има концерт, да, Абе, ќе да, има ти, имаат ама- концерт. Зборевме со Да, него, ја да, не да, добив да. печаток дека скроз случајно Исто, е. Значи, исто, скроз исто. Ја мислев рандом. дека он нешто као се расправи и се погодило. Не, значи скроз беше рандом и директорот ми спомнува и викаме и супер, као нема веза, јас немам врска со машкото оделение, си одам ушивална. Он само ти вика ќе доаѓаат музичари. Да, тоа, да, и Како информација. нешто ние им покажував, не знам нешто правевме и одеднаш само влагал таму Тони Зен и позади него снимателот што е Влади, го знам од претходно. И као Владито ми Иринот, кај ти тука? Не лежам. И само, знаеш, почнав ја да им објаснувам, као викам ова се од граѓани и граѓанки направено, се со ова донации, многу мала поддршка имавме од неколку компании што ни помогна, особено текстилни фабрики што ни дадоа и машини и материјали. И таков као леле, супер, јас као спремам концерт, ајде да ми правите кимоно. И ја викам, абе, они не може да ти го сушиат. Ја ќе ти го сушам, ама викај па добро, сакам со јапонски букви нешто да пишува назад, имам идеја, се ќе ти пратам. Викам супер, они ќе ти го извезат, јас ќе го сушам. И вика, ајде важи ќе се пишеме на социјални мрежи, зашто и он без телефон, ја без телефон внатре, не можеме размениме контакт. Затвор И јас Со излегувам боранцо. по сат време, не знам таму како излегувам и го додавам Тони. И толку беше. И си продолжив со денот. А Да. Тони веќе уште неколку сати у затворот затоа што не имаат настап. И дури вечерта он не заследува назад и ми пишува као леле Ирина респект и вика јас сум сериозен, сакам да ми правите кимоно. Ви го не ни забореле. И како дај му мене влегло не у ми глава се и веруваше крај. као викам супер Тони, со задоволство. Дој у ателје ќе се договориме. И дојде во ателје и the rest is history. И Така у се деси. ствари ти го соши, ама тоа што се символите се везени Од нив. Да. баш во иди. Значи ти го направи и го однесе кимоното у Да. работилница и ај сега вие везете. Да, они го извезоа и панталоните ја ги шијав. Многу кул, Многу јако кул. личеше Аптендо. Дури не знам дали зборевме со Тони сега ова као линија да стане. Да има... Па имаше многу голем интерес и баш зборевме. Па каже ја мислам. Да, па личи како нешто што би сакале поише луѓе, зашто да не Тоа може? е Да, не кул. исконтактираа многу луѓе и мене и него и на Медени Дризово профилот исто пишаа. Идејата беше затоа што Тони тогаш нели чекаше бебенце, концерт, све се Да. се дешаваше.
И кажа, Реновираше оставиме дома. за на пролет, да, реновираше дома, ќе оставиме за на пролет. И баш всушност ти кога ми пиша за гостувањето тука, му се јавив на Тони, му викам еј Тони, фала ме што си ме зборел, викам што ќе правиме со кимоната, која ќе ги правиме? Вика леле, стварно треба да се видиме, вика ајде да излезе неговиот албум, па така кај да ќе биде. Окей, живее таа идеја, значи, ќе не е биде. само упразни. Само да најдеме место во распоредот и Браво. нели тоа ако трне како што мислам дека ќе трне, јас ќе ги обучам жените за буквално да биде целосен производ медени дризо. Кимоно не е нешто тешко што за шиење. Јасно. И сметам дека особено ето ако испадне и комбинацијата затворено оделение да ги вклучиме, ќе можам да ги научам за да буквално целосно се изработува таму. Топ, тоа уште еден прилив за нив, популаризација. Чекај маце, тоа како одлично. оди процес јас да си купам нешто што е произведено во тоа оделение, не кај тебе во ателие, или еве Да. утре кимоно ќе се прави. Како идам ја да си Во купам? моментов се продаваат на две места, во Есна во Македонско село, и во ткајачкото студио Народни носи на Рекорд. Ама си има значи каде? Да, значи Ја на две мислев продажни само на места сме. ивентите сте. Аха. Мислам тоа се мал дел на производи, сега веќе немаме некоја залиха. Нешто ситно има сега баш вчера ги однесов на Рекорд кај Дамјан во Народни носи. Но сакаме, планот беше сега да спремаме нова колекција и почнавме да работиме, нова палета на производи. Но во меѓувреме, тоа што сум многу горда, ни дојде првата голема нарачка и всушност шиеме за една женска организација, за нивниот Браво. настан. Така да лека по лека почнуваат и тие поголеми нарачки. Така да колекцијата малце ќе биде сега на стендбај, зашто едноставно немаме капацитет. Нарачкава облеки или пак некои така не, 100 ташнички? ташнички и 100 навлаки Такви за ствари. пирници. Јасно. Така да е прилично голема количина. А ете, ми ротираат сега мисля четврта група на жени што треба да ги научиме. Така да треба време, а голема е нарачката, па имаме најава и некоја друга нарачка за исто еден локал што има голем јубилеј. Така да лека по лека Добро. ето доаѓаат Браво. фирмите и не ангажираат. Тоа е организациите. голем нареден чекор да почне сега, па облеки да се произведува. Тоа некако само ми да- личи како наредно ниво да е. Наредно ниво е, ама тоа ќе биде ако ги вклучиме нели затворено оделение, затоа што процесот Ти да треба научат малце по-long term. како се шие облека, таман ќе научат и ако за 8 месеци и завршува казната, Јасно. а не секоја од Си нив оди вработа. како матицата сака да се врати повторно и да Така, биде дел од така. приказната. Значи Да, јас да, им, не, им зимно давам секогаш кога ќе ми кажат дека наскоро излегуваат, ги прашувам, викам дали сакаш да останеш да бидеш дел од приказнава, не мора да доаѓаш во Идризово, ама и тако имаме на базар кога ќе не викнат да не стојам јас, не е поентата јас да стојам на штанд, да стоиш ти. Така Ќе добиеш представник. дневница секако за тоа. Некои се за, некои не се за, и мислам јас тука не ги форсирам. Нормално бе, нормално. Ти ја даваш шансата, па Да. сега нивна работа. Си зависи од нив. Ајде сега твојата лична модна приказна. Ти си модна дизајнерка, ја имам сестра, модна дизајнерка, што мора да се ја поздравам. Си се Поздрав и од надевам, мене. ќе се видиме наскоро на у Италија, така малце ми е комплицирано. Јас си ја планирам и сестра ми некојаш вака подкастерски Да. муабет да ми сврти повеќе за тој цел свет, така што поздрав Лидија. Муабетот ми беше малце сум запознаен за како оди тој процес, кога доаѓа желбата, дека не е баш едноставно и од Македонија има различни специализации. Ама ме интересира баш почетоците твои, онакви детски, као моментите кога сваќаш дека кога прв пат се гледаш себе си дека уствари ќе бидеш ти модна дизајнерка. Искрено у трета средно. Така, зашто? Да. Мода ми беше втора љубов. Јас имав друга љубов, медицина, дерматологија, многу сакав, односно пак нешто поврзано со естетика, со кожа. Но имав една професорка во средно што душата ми ја вадеше и никако направи сето тоа да ми се згади. За дерматологија? Медицина едноставно да не Средно сакам да медицинско има... беше? Не, во Карев учев. Ама оној смерот, Да, бев на тој смер за природна науч. Природна математичка. Да, математичко Б. така. Зашто тоа беа предметите што ме интересира. Медицина Сакав и да, хемија, тоа, сакав да, биологија, така. значи едноставно тоа ме интересираше, друго никогаш не ми беше интересно. И некако она направи да имам одбивност кон сето тоа.
И во меѓувреме, професорот што ми беше ликовно, што никој сериозно не го сваќаше, зашто беше млад човек на журки што го гледавме. Значи, ама има многу голема почит кон него, ама искачавме на исти места. На еден од часовите ми спомни, и тогаш мислам дека ликовно не се ни оценуваше, беше некоја описна оценка, не влагаше да во просек. Некако упоминување на часот ми спомна, ти треба да идеш на дизајн. И као викат ми удри чивијата. И доаѓам јас дома и окей, сега прилично разочарана дека нели нема да идам на медицина, ама не знам што ќе правам. Моите ништо не ме форсираат, ми даваат време и само телевизорот пуштен и слушам. Од следната година ќе се отворат 3 академии за дизајн во Македонија, што претходно немаше никаков факултет. И баш јас сум втората генерација откако се отворија на неколку места школи. И решавам викам јас таму ќе одам и почнам да ги истражувам се. Иако сега беа приватни школи, викам дали ќе можат моите да ми платат се. Јас не можам да си платам, немаше стипендии и такви работи тогаш. Нека прилично нови факултети. И ги седнувам моите. Тогаш таа за нешто на фон Ношпал некој предава. Фон Европски и Академија Италијана беа. И јас ги седнувам. Италијана, да. Да, и па таа третата, таа е таа. Да. Тоа беше италијански факултет што отвори во Скопје као демек за Балкан. Така. Седиште. И јас ги седнувам моите и се очекувам дека моите ќе ми кажат нема шанси, што ти е. Особено што доаѓам од фамилија што се сите доктори, професори. Значи сите ми се научници и ја еднаш креативец. И само им кажувам на моите и тоа ми сам дека вечно ќе памтам, татко ми вика дали си сигурна? И ја викам да, сакам на некој од овие 3 факултети да одам. Викам сакам на италијанскиот, ама тоа е најскап. Кај ќе ми платите, таму ќе одам. Са тоа не можам да бирам. Викам битно сакам на тоа да одам. И моите само викаат добро, јуш еднаш, дали си сигурна? Ние после ништо не знаеме да ти помогнеме, едноставно врска немаме со тој свет. Викам да, сигурна сум. И многу беше интересно затоа што во средно, нели се годините кога мислиш твоите појма немаат, другарките ти се се у животот, вие све знаете. Младите моите изреагираа многу убаво. Ако дојдов да им кажам на другарките, нивната, да, обратно беше, кога нивната реакција беше а од што ќе живееш? Да. Абе тоа е нормален страв во тој момент. Да. И почнам да земам часови за цртање, лека по лека или натака и не знам, некако ми стана срекна бев, многу бев срекна. Ама до тогаш во животот за себе не си знаела дека имаш некоја уметничка линија? Знаев, затоа што уште 7-8 оделение имав ја дома машина за шиење, што мајка ми со првата плата си ја купила, што ден си ја чувам таа машина, Ружа Багат. И уште едната најдобрата другарка што ми е, исто и она имаше дома машина од мајка и ние чепкавме нешто, си шиевме ташнички. А па добро. И си шиевме од ногавици од фармерки и смешно беше што еден ден сватив дека ногавиците на моите фармерки се многу мали за ташничка и ги сакав фармерките на татко ми. За да си направиме поголеми ташнички. Така да имаше креативноста, имаше мене, си лепе во соба, си правев. Уметност, такви ствари цртежи. Си цртав графити, имав некоја фаза графити, си цртав. Едноставно бев креативна и да и се облекував секогаш и пошарено, мада тогаш никако си се откриваш. Еден ден се облакаш трансерски, еден ден металски, еден ден најрозово на свет, значи тоа се некои фази што мора да ги поминеш усредно, кога си се бараш кој си шо си. И така и се запишав на факултетот, супер си беше се, но никако ни фалеше многу пракса. Извини. На кој отиде од овие? Академија Италијана. И што точно, мислам, со какво занимање у наводници е дизајниран факултетот да те заврши тебе? Ти завршуваш како дипломиран... Bachelor of Arts in Fashion Design. BA in Fashion Design. Аха. Да. Тоа ни е... До дипломски во моден дизајн. Так. Општо им, сам моден дизајнер. Дипломирана модна дизајнерка. Што предмет има, бе? Шиење има? Практично работа? Да, имавме шиење, имавме психологија, имавме и тогаш се чудам, зашто имаме психологија? Дур не почнам да работам со клиенти. Стварно за тоа? Да, па мора. Добро, историја на уметност, да, имавме тие историја на уметност, историја на мода, психологија или психологија на мода? Не психологија. А психологија на да, мода? Да, баш психолог ни предаваше и тука бевме на тој предмет, знам дека сите и со графички, и со интериер, сите заедно бевме. И памтам исто дека имаше една вежба, ни ја правеше професорот, требаше да се нацртаме во доколку сме газди на фирма, да се нацртаме да ја нацртаме фирмата, кај е нашата канцеларија. И сите цртаа згради, кај што работниците се долу, они се on the top,
Ја бев единствена што се нацртав, не беше у висина, као беше Меѓу барака. во И ја бев, Идризово. ја бев измеѓу, као мојата канцеларија беше со стакла и беше тука на страна. И баш тогаш професорот ми вика, што појма немав што вежбата, мислам не Тоа не размислуваш, да. А он си И ми правил- вика, ти секогаш ќе бидеш меѓу луѓето. Никогаш нема бидеш над нив. И сега, например, кога се наврегаме, ти си кам, Тој нела Идризово го стварно така. објаснува тоа у многу убав практичен пример. Мислам, и целата Кој моја... профайлинг го направил Да. професоров Исто, измеѓу кога бев втора факултет, влегов во невладин сектор, во младински невладин сектор и кажувам, значи сите млади мора да бидат дел од младински организации. Значи тоа треба да ни стане закон. Секој треба Чекај, да ајде биде. да Што значат објасни, сега тие, да. Што е? Да, Чекам па не назад. за сега да се објаснам. Тогаш се зачели во град Изгушкање Македонија. Тоа е Не тоа. знам дали сте ги фатиле, дали Нешто- пушкавме на площад секоја тоа се сабота. сеќавам, Ма имаше зашто нешто. викаш се зачленив, што било тоа? Младинска организација. А проектот е Со град дејност Изгуштање. што? Да гушка. Да гушкаме повеќе љубов за луѓето. У статутот на здружение што Па не, стои? статутот беше повеќе љубов за луѓето. Аха. И сега, ние секоја сабота, значи стварно секоја сабота, значи петок искачаш у диско, сабота од Сабајле ти у 12 си на площад и гушкаш луѓе до 3 сат. Имаше некој Транспаренти знак, така носевме, нешто да, тоа имаш. беше светско движење што ние исто го А, донесовме да. во Македонија. Но не беше само тоа. Навечер, секоја сабота се правеа и хуманитарни забави. За деца што имаа потреба за операции, за такви работи, затоа што немаше тогаш телефонски броеви за донации како што има сега. Така. И ние уствари се договаравме со кафичи, им носиме луѓе, имаше тука диџеи, некои млади што се работувавме или што беа наши членови, и процентот нели од пијачките, нешто 10% што ќе се добие, ја во понеделник го уплаќав на тоа дете, на сметката на тоа дете што Аха. на родителот на тоа дете што има потреба. Вау. И уствари зашо го спомнувам се ова? Затоа што валја у тој период учев, нели нова професија, созревав, валја, некако ми покажа дека се што работиш треба и да влијае на општеството. Да враќаш во заедницата, да помагаш. Така е. Giving back to the community. И мислам дека затоа од после кога го почнав мојот бренд, ми стана мене природно. Значи јас Мгм. не им тропнав на Идризово на врата, значи или на другите проекти што сум ги работела. Едноставно креативниот активизам ми дојде природно затоа што најверојатно во исто време сум ја учела и професијата и сум го правела тоа. И тоа ти го прочитав и си го запишав Мгм. како многу убава реченица, посебно што само во еден збор се разликува од една друга мисла што ја многу длабоко верувам у неа. Креативноста како алатка за општествени промени. Апла истата реченица ние ја имаме користено тука, само ние ја викаме спортот како Да, да. алатка за општествени промени. Ама ми се свиѓа колку многу на истата работа мислиме, Да. ама еве ти шанса, на малце го начна, ама поконкретно, да ти активизмот го спомна, ама како поконкретно креативноста ја гледаш како алатка за општествени промени? Па има се што правам јас. Например, во 2018 имав модна ревија што беше со девојка со вештачка нога. Со првата транс девојка на сцена, на моден викенд. Со девојка со бричана глава, девојка цела со тетоважи, значи жени што се табу тема во нашето Скачаат надвор општество. од нормата. Со младо девојче што тогаш беше хип-хоп шампион. Значи, немав класични манекинки, Јасно. или тие 2-3 манекинки што ми беа вклучени, сепак во приватниот живот се ѕверки во она што го работат на страна манекенството. И таа модна ревија имаше музика баш од Фанк Шуи, зашто секогаш користам ја македонска музика, што имаше стих од Гане Тодоровски, колку сме толку сме, какви сме такви сме. Не знаете какви овации имаше. Значи тоа беше фудбалски натпревар, не беше моден викенд. Зашто ја не гледав, ја бев позади у бекстејдж. Аха. Во Мериот беше салата беше преполна, ја не знам, од безбедносен аспект тоа не беше воопшто окей колку имаше луѓе внатре. И само слушаш како една излегува и само слушаш вриштат, значи буквално натпревар. И кој многу ми беше драго затоа што да, моден викенд мене ми дадоа слобода да земам луѓе од страна и да направам такво нешто. Но сепак кај мене си постоеше и тој некој мал страв како јавноста ќе реагира, особено кон таа транс девојка. И секако и другиве девојки. И бев спремна нели следниот ден да има и лоши коментари, нешто да има. Испадна дека моите клиенти, мојот бабл, мојот меур,
сите се толку отворени, сакаат да прифаќаат и беше на некој начин да покажам дека модата е за сите. Така да тоа, мислам, не ми е тоа прв креативен активизам, ама нешто како сум ги поврзала, да покажам. Исто минатото лето бев на летна школа во Турција, каде што требаше да правим еден модел инспириран од турската култура. Јас мкнев килим од Македонија со белешка шара, затоа што голем дел од тие занаети ние сме ги научиле од турците. 500 години сме биле под османлиите и нормално сме ги научиле. За жал веќе кај нас нема луѓе кои работат килими. И успеав да најдам еден килим баш со белешка шара и во средина беше името на кајачката, пишуваше Велика. Значи беше брендиран килимот, што на пример не сум го видела на друго место во средина да го има името. И кога го однесов во Турција, и кој ми ја кажав приказната дека особено формите се многу се слични на нивните, но дека не сакам само да ги поврзам двете култури што реално се многу блиски заради тие 500 години, туку дека формата на ракавите всушност е инспирирана од македонската сивка. Сивка е пеперутка што живее на Плетвар, што тогаш баш имаше петиции, ја тогаш дознав за таа пеперутка, што е во загрозени видови и се потпишуваше петиција за владата да ја заштити. Затоа што живее само во Македонија и тие што се колекционери на пеперутки, зборам светски, плаќаат луѓе да ја ловат. И затоа веќе endangered, као ќе исчезне. И дознав за неа и кажав чекај, значи морам да го врзам со креативен активизам, луѓево да дознаат за петицијата. И ги направив ракавите да личат како таа пеперутката и мислам, и тоа е уште еден креативен активизам. Значи едуцираш јавноста. Ја не ја спасив пеперутката, ама направив повеќе луѓе да дознаат за таа пеперутка. Вие денес дознавте за таа пеперутка. Ама мене па ме потсети на еден друг елемент, друга димензија. Еве порано, например, таа кога го правила, или тоа што кажуваш дека дизајнот е намерен така, не е случајно, имало има причина позади дизајнот. Сето тоа мене ме потсетува на чувство за естетика. И ја имам чувство дека во денешно време, за жал, може ми е погрешно чувство, ама сега не е погрешно чувство, тоа ми е чувството, јебе га. Многу малку има чувство за естетика, или можеби, или многу малку има вреднување на убави нешта. И за тоа го гледаш од секојдневие, дали какви градби градиме, дали какви облики одбираме да носиме, со какви занаетиме истории одбираме да се обкружиме. Усе гледам, знаеш, порано многу помалку предмети имале, ама предметите биле уметност, човече. Една масичка има, ама таа масичка ја делкал некој си таму и душата ја остаел. Ама дали ти ќе ја купиш со денешно време таа масичка или ќе купиш од Икеа масичка? Тоа ми е мобетот. Каде е изгубено тоа ценење на убавите нешта? Од една страна на тие што треба да го ценат, а од друга страна па и на мајсторот што треба да е горд со сопственото дело. И мене прв пат кога ја прочитав мислата креативноста како алатка за општествени промени. Не знам кај сум го кажала. Не, мислам дека на сајтот ти стоеше како не знам дали у блогот или некаде имаш таму како блогче. Си споделуваш мисли. И мене таму ме однесе као ова е покажуваш или бар потсеќаш на некои моменти од живењето да го потсети човекот дека дај да цениме, дај да вратиме, има зошто постоело убавина, уметност, не знам како, сакаш на што сам ти кажам. Затоа јас секогаш го врзувам и со локално. Значи, ние некако како нација сме научени дека туѓото е секогаш подобро. И затоа сите колекции мене ми се врзани. На страна македонска музика, што секогаш користам. Од 2013 па навака сите песни, дали било видео, дали било ревија, секогаш било од македонски артист. Или бенд, или што било битно локално. Дали е локален за нечија. Работев јас со последниот традиционален јорганџија во Чаршија. Во 2020 или 2021, не ми текно точно, имав колекција со него. Човекот плачеше кога ги вида моделите. Затоа што вика прв пат, вика ја работам 50 години како јорганџија, ама секогаш било 2, сега го гледам 3 на манекенка. И вика и прв пат моите деца... Што правеше со тоа? Моите деца ми кажаа, тато се гордееме со тебе.
деца што не сакаат да го продолжат занаетот затоа што едноставно не гледаат перспектива во тоа. Иначе правевме фустан, јакни, имаше беше инспирирано од жена борец споменикот. Не, работевме со текстилни остатоци. Од жена борец споменикот имаше различни геометриски шари што он ги шиеше и потоа јас правев цела облека од нив. И него мислам исто тоа му беше фасцинантно и плюс одекна во јавност и многу луѓе после му дојдоа му донесоа стари јоргани да им ги преправи. Сега за последната колекција работев со Дамјан од Народни носи, каде што го извадив од комфорната зона што ни изработува носи. Ја му донесов јажиња во пастелни бои, правевме некакви интересни форми, ремени. И него пред му беше тишко, викаме, што тие со бои, као научен нели во боите на носиите да работи. Додека пак на ревијата многу му се допадна како сето тоа изгледаше. И секогаш се трудам да соработувам со некој за да покажам дека локално имаме многу, но дека треба и да го приспособиме на новото време. Особено зборам за занаетчиските работи. Тука и државата треба да има стратегија, но нели не навлегуваме сега во тоа. Или пак градот, затоа што градот, например, на занаетчиите што се во изумирање, како шапкарот, јорганџијата, некој так крзнарот, им дава на годишно ниво 10.000 денари. На годишно? Значи, тоа е срамота. Место да им даде... Зашто па им ги дава? Не, ама не им... Зашто па ги дава? Тоа пробував исто да го зборам на состаноци, дека срамота им ги дава тие пари, туку на тие луѓе треба да им дадат чирак, што градот ќе го плаќа, за да му го остави дуќанот на него, да го научи занаетот, да не умре тој занает. Затоа што сите тие имаат приказна. Дуќанот е од дедо ми, од прадедо ми, па јас, па татко ми, па брат ми, па јас сум сега последен. И јас секогаш ги прашам, а после вас кој е? Никој. Случна врата и толку. Абе, ја поправи што ќе прави, што ќе му се тие 10.000 денари? Не го иди, раскажи го неговото секаде. Ама и дај му човек да го учи занаетот. Емисии да Он има. не може да плати. Он нема доволно работа за да може да плати човек за да го учи занаетот. Ама он ќе има, ако знаеме за него. И ако знаеме во убаво светло, и ако знаеме кога е насликано преку вредностите што тоа значи, дека не е тоа само нацрта нешто и толку таа шапка како прескаш рековме. Не е и прднало на неа да ја направи така носија. Зашто е, да. И зошто да не ги откриваме тие асоциации? Ај што не знам дека носијата е дизајнирана со некаква си намера, појма немам ни за пеперутката, што нема... Час ви одржав тука. Нема у Шапкаров 15 такви приказни. Нема у тој со... 115 има. Така. Па еве, може да отворите категорија да ви ги поканам, мислам да ви ги викнам шапкарите, некој да ги зборите со нив. Категорија подкаст. За нечист. Па дале, па зашо да не? Не, треба повеќе се зборува, да, тука и медиумите некако сме отруени со глупости. Нели им се зафркавме, зборуваме зубави работи, по изјавата на премиерот, ама треба да збориме зубави работи. Значи има многу добри бизниси, има многу интересни социјални претпријатија што работат. Има многу добри приказни, ама едноставно од секојдневието и нели сите глупости што се случуваат, не може да стигнат до тебе. Или треба да си во таков круг на луѓе, па да знаеш такви работи. Дури јас што сум до некаде во таков круг на луѓе, ја откривам нови бизниси и нови приказни. Ја не знам се. Дека нема да се инспирира дете, него пласирано му е, односно не му е пласирано. Односно не му е. Како да дојде? Што кажа убаво, не доаѓа до израз од другите глупости. Да, ама не е кликбейт. Не носи кликови. Да, затоа што вестите се од сабајле до вечер црна хроника. Значи колку пати тука го јаме кажано тоа. А тука исто е многу важно и да се едуцира секој граѓанин дека треба да поддржува локално. Да. Значи треба роденденски поклон да купиш од некој локален бизнис. Значи да не одиш у џамба. Знам дека ти е најлесно или у Синсе или whatever таму се кажам брендови, што не знам дали смеам да кажам. Смееш се. Значи знам дека ти е најлесно. И мене ми е најлесно да отидам и да купам нешто за 300, 500, 600 денари. Ама ако му дадеш на некој за наечија, на некој млад бизнис, му помагаш. Ако јас го ширам мојот бизнис, вработувам повеќе луѓе, тие луѓе остануваат тука, хранам фамилии. Задржам млад дизајнер, ако вработам млад дизајнер. Значи никој не размислува локално дека тие пари остануваат тука и целата држава има бенефит од тие пари. И тоа природно би дошло ако го смениме фокусот, пак назад на истото. Наместо да јадеме гомно од сабајле до вечер за црна хроника и да раскажуваме која певаљка у Србија што концерт направила,
наместо тоа, ако зборуваме, без, дури не мора ни некаква си мотивација да има позитивна. Не бе онака, само репортирај ми. Репортирај ми кои наши спортисти што направиле, кои наши уметници што направиле. Ама од сабајле до вечер само тоа репортирај ми, ја мислам природно ќе дое до тоа дека ние нашето ќе си го подржуваме затоа што само нашето и знам дека постои, не ме замараш со другиот. Па еве има наши деца што лани знам донирав средства, што одат на олимпијади по хемија и добиваат први, втори, таму трети места. Да. И они цело време собираат професорите средства за да отидат на таа олимпијада затоа што е у Јапонија или некаде кај што ѓавол липол, нели, авионска карта. И професорот дури не оди, одат само децата затоа што едноставно нема доволно средства. Физика имав место. Подиум. Математика имавме. Имаме уствари деца, имаме. Па има тоа, сакам да кажам, има многу и успешни приказни и мислам и у спортскиот свет. Иако не го следам многу, ама знам дека има. Знаеш што ме убива бе, човек? И таков некој и кој ќе дознам дека барале спонзор за авионската карта. Да ти држава да не може да си прати 700 евра повратна например. Светски математичар, иде на математичка олимпијада, медала ти освојува на математичка олимпијада и он мора да собира за авионската карта по имам вујко што ја има таа фирмичка и он таа фирмичка ми даде. И знаеш што е најинтересно што обично како се нервирам. Мали бизниси плаќаат пари. Не големите бизниси што има као. Тоа ја го видов и сега со иницијативата. Тоа викам, вујко ми има печатница, некој. Што 100 евра може му се многу пари на и мал на крај бизнис. пас бориме за некој 500-600 евра авион, а тоа некој си детенце. Локалниот бербер го знае што ли му треба помош за авионска карта. Замисли, може на повеќето не му треба. Океј, еве ќе собереме по дома една авионска карта. Не, ова обично се случува, замисли. Такви медали ти собираат деца што стварно им треба помош за авионска карта. Што све у бројки, големите брендови нема да имаат видливост, не ни се исплати. Ние за Идризово барав ја за клима. Немам ја корист. Како ме убива тоа е. Ти доаѓа брендиште некое со трилиарди. Ја барав за инвертер спонзорство. Инвертер за 40 квадрати е 500 евра. Значи, изборам за големи фирми. Не зборам за локални. Кај ќе имаме видливост ние таму, да, одма он неговото. А одма другото е нашата општествено одговорна компанија не сте општествено одговорни at all. Зашо како тригер збор го користат само buzzwords. Да. Да, и на крај всушност купувачот е тој што треба да процени дали е greenwashing, дали лажат или стварно е се општествено одговорни, дали стварно помагаат. Ја не викам дека нема компании од големи што не помагаат, ама дека треба и повеќе да помагаат, а и самите граѓани. Доволно е ти да купиш од зашто се тоа мора да е истакнато дека е помогнато, дека е помогни ќути на крајот. Да. Па не знам, за тоа малце сум јас и треба да зборуваш за да инспирираш. Добро бе. Друг, зашто ако ќутиш, има и 2% ќути ги на тие деца да купи им карти, нека немаш видливост, голема работа. Тие 13 збори и општествено одговорна компанија. За смешни пари правиме. Да, па јас тогаш многу ми се заблагодарија кога и ме прашаа дали јавно да пишат и кажав како не ме тагнуете. Пишате ако сакате, ама не ме пак не беше нека огромна сума, ама пак за мене како мал бренд беа пари. И викам не, ја ви ги давам тие средства во име на дедо ми, зашто дедо ми го има основано хемиски факултет. И тие деца ќе бидат инди хемичари и осеќам одговорност дека треба да донирам средства за тие за олимпијадата. Викам и ако ви треба помош да ве поврзам со компании што имам директни мејлови, нешто ви дадам. Можам да помогнам. Поише, стацијава не можам. Ама па и треба некогаш да се кажува, затоа што 50 вакви. Ќе инспирира уште некој што може моја другарка исто што има мал бизнис, ќе каже па ја ќе донирам 50 евра, ја ќе донирам. Тоа викам 50 до 100. Така да пак зависи, убаво е да се зборува, за да охрабриш, ама и не треба да се претерува. Знаеш да не пиар да правиме од тоа. Знам на ти што мислиш, ама ја мислам дека секад се осеќа намерата. Се осеќа да се гледа кога е фейк. Да, ти се осеќа мотивот кога споделуваш заради тоа што знаеш дека тоа е добро и се осеќа кога глумиш нешто споделување, а гледам дека уствари за себе си ми. И мислам дека тоа се осеќа. Така што
споделувале или не, духот на мотивацијата секако ќе се осети. Затоа ја би ги бателил тие, затоа делото. Направи го делото. Споделено, не споделено, ако делото се направи. Затоа ја сакам cancel culture што е сега. Затоа што исто граѓанинот сваќа дека со неговите пари всушност гласа. Ти гласаш кај ќе одат твоите пари. Не, значи не зборам политички тука. Добра, ама и ова е малце меч. Како кој бренд го поддржуваш? Ако тој бренд кажува дека е зелен, ама експлоатира деца, а ти ја носиш неговата облека и кажуваш дека си некој sustainable. Тоа е широка тема. Да, значи затоа и треба ние самите како граѓани да сватиме дека секојдневните избори кои ги правиме во храна, во облека, значи во simple работи, на страна големиве работи, можат да променат работи. Еве, јас лично престанав да купувам бренд на патики, што цел живот ги носев, затоа што дознав дека не ги платија работниците за време на пандемијата, додека платија фудбалери милионски суми. И сега тој бренд нема да пропадне што јас не го носам више, ама едноставно се коси со моите вредности. И ти одлучуваш да не. Иако после тоа, например, добив дуксерот тој бренд и малце ти како bitter sweet, ама си викам добро, се поклони, не сум го купила ја, ама јас нема да користиме од овој бренд, сега знаеме кај се прават и кој ги прави. И знаеш се пипава тема е ова. Ама доволно е барем некогаш да направим, значи никој не може да биде безгрешен. Ја на пример им пишував на тие ни за јогурт и викам дај бе сменете го пакувањево, као секој ден пијам јогурт, ама не можам веќе го грижа на совест, имам секој ден пластика правам за џабе. Сменете го пакување, нормално дека никад не ми одговори, ама фатината, па не го купувам секој ден, ба. Секра пак ја купувам. Така да, не, колку и да звучи банално, пак сакам да кажам дека нашите лични избори може да зашто доволно е јас ќе направам еден избор, па ти ќе направиш друг избор, трет ќе направам, сепак сме многу луѓе. И они ќе осетат, ќе се намали продажба, нешто ќе се случи и се каже па добро, може треба да смениме пакување. Значи никогаш не знаеш како можеш да влијаеш. И тоа е и во модата. Актуелно ни е сега, имаме епизода што е само за членови, на која што зборевме за креативниот акт. Книгата од Рик Рубин. И актуелно ми е тоа сега, останато ми е у главата за процесот на креативецот, на што се крие под тој креативен дух и некои теми за, знаеш, кои се условите, оние муабети за да се случи креативен акт, има елементи на отвореност, па комуницираш со универзумот, па ти си медиум и преширока е темата, ама и филозофска е. И сега ќе ти дам на тебе кај сакаш ти да си се најдеш, ама некако така само ме интересира така пофилозофски твоите размислувања за актот на креација, од каде ти си размислувала дека доаѓаат тие, кај доаѓа идеја, така. Да, мене некако после ќе видиме кај ќе не насочи. Некако природно ми доаѓаат. Кога завршувам една колекција, веќе у глава имам што сакам следно да работам. И секогаш бирам теми што ме скокоткаат. Сакам да правам истражувања. Например, во 2022 ги истражував јуруците. И тогаш славев 10 години од брендот и ми беше прв голем проект, кај што буквално 6 месеци работев, сема беше на стендбај. И снимав и документарно видео инспирирано за јуруците. Тоа не е Апла у исто време со филмов? Ахмет после тоа излеза. Ама тогаш се снима... Не, 23-та мислам дека го имаат снимано. Исто во истите села, во истите села снимавме и јас всушност ги истражував јуруците од аспект на облеката. Значи чекај, извини. Јас сум таков многу зошто? Многу да, ја и чекор назад бите. Дали воопшто знаеш зошто ти дојде јуруците да ги истражуваш? Нив ги имав сретнато кога сум одела повремено со работа во Штип. Зашто Скопје ги еднаш или два пати само сум видела на женски пазар и секогаш ми биле многу интересни како се облечени, ама не сум знаела ништо за нив. И знам дека еднаш дојдов дома од која ја видов таа жената во чарши и почнав да гуглам. Ама се што ми отвараше беа некои документарни видеа за дека они многу рано стапуваат во брак. Се беше од тој некој аспект. Ама некако не се чувствував спремна повеќе да истражувам. И кога дојде 2021 ноември некаде, викам следна година јас славам 10 години.
сакам да правам нешто поголемо и позначајно. И никако се осетив спремна, не знам Славиш како. 10 години Од брендот. Ирина Тошава. Да. Аха, окей. И викам, јас сакам да почнам да ги истражувам. Почињам пак да гуглам и сваќам дека на Google ја ништо посам, пак ги наоѓам истите документарци што ги имам гледано. Ама не можам ништо повеќе за нивната култура. Зашто така се облекуваат? Значи почнаме копка, зашто носат цветови? Зашто се тие бои? И видела, не видела, отидов во Ману во библиотеката и им викам, се што имате на оваа тема, дајте ми книги. И ми За извади, јуруци. да. Одев буквално пешки, тоа ми беше многу предизвик, затоа што најлесно е си седам, си пијам кафе, си гуглам, си гледам. Туку одев буквално по институции, па отидов на етнолошки факултет, па зборував со професори од таму, кажете ми зашто се така. И никој всушност не знаеше зашто се они ги носат тие бои конкретно и тие облеки. Па почнавме да одиме по селата. И на крај си викаш кидам со нив ќе зборам. Зашо носиш? Да, отидовме по селата, да. И отидов дури во Радовиш на тезгата каде што им се продаваат тие материјали, си разговарав со тој. Па тој И всушност како повеќе истражував, ми беше многу интересно и викам мора да снимаме видео за нив, мислам кратко видео, 12 минути и тоа планирам оваа година да овој месец всушност да го ставам конечно на YouTube, ќе може да го гледате. Зашто ја носат оние таа облека? И значи после тоа ја направив колекцијата. Ајдев буквално цел ресерч направив. Многу луѓе беа вклучени, значи многу се истражуваше, па дури најдов една жена од што има докторат, мислам дека беше баш за тој тип на музика, што имаат и многу карактеристична музика. И за она нешто ми кажуваше што прочитала додека го правела нели истражувањето. Во Ману знам дека најдов една книга, имало некој семинар баш во Скопје во време на Југославија 1970 некоја со тема за нив. И за нивните домови какви се, па знам го праќав на другарки архитекти, као и видете ги куќите нивни. Зашто многу ми беше фасцинантно во нивните куќи, што голем дел од нив, кај што живеа повозрасни луѓе, беа такви трошни, стари куќи, ама сите напред имаа сателитска огромна. Зашто сите следат турски телевизии. И тоа ми беше многу фасцинантно, као куќа да гледаш, ќе дувнеш, ќе падне, ама ете, да они следат, а внатре се LED телевизор, значи се најново средено направено. И така го направивме и документарното видео. Што испада на Дозна ли? Не знаат. Што ни они не знаат. И на Не нив знаат се ни ме они. останато од Само гледавме за символите, затоа што исто има јуруци што живеат во мислам дека беше Анталија, не сум баш сега сигурна, што и ден денес исто живеат и се номади. И јуруци всушност тоа значи одење пешки. Они биле номади и дошле во 13 век во Македонија пешки, султанот ги пратил да бидат војници. Ма тие биле толку мирољубиви и тие уствари потплаќале македонци да војуваат место нив, зашто не сакале да војуваат и биле сточари. А во меѓувреме се менува затоа што сточарството изумира и почнуваат да одгледуваат тутун. И ден денес одгледуваат тутун. Добри овци вам очува. Да? Да, и овци има, ама имаш. тутун главно најголем дел од фамилиите работат со тутун. Плюс тие полиња таму како се плодни. И они беа сите фасцинирани како Они јас за тоа таму се дете од уженале. Скопје доаѓам у Радовиш. Прв пат мислам дека тогаш бев у Радовиш. Идам по села и истражувам за луѓе што немам допирна точка со нив. Така да секогаш си наоѓам нешто што ме закопкува, нешто што Беше да го гледаш филмот? Да. И голем дел од местата се, мене ми кажи снимателот на моето видео работеше после и на DJ Ахмет. Луѓето. Тие се. Така да. И колекцијата убаци нешто 10 години која беше? Колекцијата беше во такви бои. Имаше исто, беше цветна. Ти си ги направи, не ја дозна позадината никош. Да, не ја дознав, само дознав дека ете тие на пример во Турција што ден денес живеат, тие се уште живеат како номади, живеат во шатори главно и они повеќе се облекуваат во згаснати земјани тонови и они имаат повеќе месечина и кругот на животот. Кругот го имаат, така и нас на пример го имаат кругот, ама секогаш се и цветови, така рамфилот. Кога влегуваат и од исламот нормално. Ама конкретно зашто се тие цветови, не знаеа да ми кажат, иако јас лично си нагаѓав, значи ова не. Јас се зезав дека викам кога доаѓале вајла пешки од Турција кон Македонија, полињата што ги гледале па сакале да си ги стават на себе. Ама сам не го прочитав никаде ова, само си нагаѓам ја, не знам дали. Ако се номади, значи цело време возат негде, нема некоја традиција стационирана. Да, овие што се во Турција наводно зашто гледат месечината. Дека во шатор живеат.
Па еве овие гледале полиња. Да, па затоа некако го врзам со Теоријата е- гледат полиња, да гледале полиња кога доаѓале, затоа ама не знам дали е вистина, не. Ама беа многу интересни, така да секогаш се наоѓам нешто локално, нешто што ќе ме закопка, што ќе ме тера да истражувам. Еве сега последната колекција Џан пак беше поврзана со турците. Некако се околу турците ми се врти, сакала некела. Беше инспирирано дала турка облеката. Тоа е турска облека што се носела во 19 век. Многу потсеќа на денешната народна носија и на турците и на албанците. Значи е со такви златни детали, со срма, црвени, бели, големи шалвари. И сега го истражував тој период и видов дека всушност таа облека во 19 век се сметала за ориентална облека и македонците ја носеле. Тие што биле побогати македонци ги плаќале за нечиите. Ориентална како од истокот? Да, им направа таква облека, има дека истражува баш книги имам, цели фамилии сликани во таква облека. Така да, само што јас отидов скроз во друга насока со приказната, ги земав елементите од тие од везовите од срма, ја работев со јажиња, колекцијата беше пастелна, зашто беше поврзана со тишина, со внатрешен мир. Некако тоа беше некој период кога минатата година имав стварно многу работа. Јас сум благодарна, тај Боже да имам работа. Ама некако се ми дојде едно врз друго и некако бев баш презаситена, overwhelmed, да. И некако имав потреба таа некоја внатрешна тишина и мислам дека така ми дојде природно да ја врзам со колекцијата. И всушност еве се вратам и на тони Зен, зашто тогаш баш се гледавме за кимоното и се кажав па може следна песна треба Тони Зен да земам. И почнам да му ги слушам песните. И ја најдов песната Тишина. Од извор. Што има стих, лесно е да направиш галама, да те видам направи тишина. Што ми ја раскажа цела колекција. И само се гледам со Тони, кој ми ги предава в облеките и само викам Тони, сакам да земам песна од тебе, што секогаш ги прашувам. И он што ти вика скандал ти е тоа. И он ми вика слободно, ама викам викам сакам да ја преработиме, хор да ја пее. Он тоа одма сигурно. И само вика стоп, преако. Да. Слободно. И викам секако. Да, хор пееше, женскиот младенски хор на МКЦ. Леле, и беше буквално за сите сетила, затоа што обично модата е визуелна. Знаеш, шетат манекенки, убаво е, убавите војчиња, убави. Текст, све тоа, хорот да се пева, он нигде нема... Тони воопшто не ни беше, настап имаше дента. Правата ги дава, слободно терај, вози. Они ја преработија, две девојки од хорот ја преработија песната. Многу сум им благодарна на нив. Има негде да се чуе таа верзија? Па има нешто по социјални мрежи. Ама ние цела песна ја немаме. Ја немаме цела песна. И сега во тек е модна ревија и оди ова значи, да се слуша. Беше во Inox Innovation Center, беше модната ревија и сега никој не наместени столчиња, ама столчињата пак не беше класична ревија. Може у Highlights може да има, там само дека има од ревијата. И одеднаш се симнува хорот и нашо сите гледаат девојки симнуваат. Добро и застануваат. Девојки во облечени нешто колекција? Не, они беа облечени, ја им ги имам исто шијано униформите одамна. Маслинасто зелени фустани се долги, зашто они пеат и по цркви, се мислам не може нешто кузна што да се направи, Ама независно од ревијата. Да, тоа си е униформа на хорот. Так. Ние само не знам им лепевме, не знам светка, малце ги направивме по фешн да бидат и они многу се радува. И само они се симнуваат и почнува што има бам 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 бам, таков е некако са ја и мојот глас. Ритамот и почнуваат они тоа да го прават. Значи немаше инструменти. Да беа капела. Да, единствено имаше кахон, што една девојка лупаше на кахонот и имаше вакви тропалки, како да се викаат стручно, да ми простат музичари да што ме слушаат. И почињаат они и одеднаш излага девојка. И плюс девојката не одеше, не беше класична ревија, да, манекенка. И оди она, па идеме ги луѓе, а уствари цела публика е така наместена, никој не врти грб на хорот. Сите гледаат на кај хорот. Аха. И да, тоа ми беше исто предизвик како да го наместам. Зашто Inox Innovation има еден дел што е како амфитеатар. Луѓето како нагоре седат. Ама и они гледаат хорот, сите гледаат хорот. И некако многу убаво се поклопи. И заврши ревијата, многу кратко траеше, зашто имав и малку модели. Не стигнав да изработам повеќе, едноставно не сакав да форсирам. Да бе. И завршува и хоров се повлекува и сите вака неш седат. Вајле емоции ги фатија, не знам дашто беше буквално и визуелно и го слушаш, значи не беше само визуелно модно.
И памтам ја дека излегов од врата и викам, па толку е. Ама стварно човек ќе се збуни човек, та чека. Дај уште. Да, и ми викаат леле прево, ама зашто толку кратко траеше? Викам, па толку, викам, мала колекција, толку. На концерт ли сме? Што Што дури и Хоров ми вика као, Ирино, не можеме да растегнеме песната поише да трае, као. На репит. Знаеш, не, едноставно, ама многу ови реакции имаше и така. А стварно бе, таа песна баш е така за да можеш и со... Таква е некако, цел тој албум му е некако мирен. Да. А многу интересно што така кога ќе одберам музика за ревија или Тоа како организираш ревија, многу ме занима. Да, сега ќе ти кажам. Друга пипава работа и целиот бизнис. Кога ќе си одберам музика за ревија, колекција, значи нешто, цело време ја слушам таа песна и после не можам да ја слушам. Знаеш дека кога поминала ревијата ја немам слушано таа песна? И не само за тишина, туку и за другиве песни што сум ги имала за... Да. А инаку, јас многу долги години бев дел од Моден викенд Скопје, значи 2 пати годишно имав ревија. Име се зеза во 2019-та славеа и они 10 години, ме викаа по медиуми дизајнерка, рекордерка. Затоа што, као освен во 2018-та една што не учествував една пролет, цело време. Од 2013-та како сум почнала, цело време бев дел од Моден викенд. Учествуваш, значи имаш своја колекција. Да. И 2 пати годишно. За разлика од сега, после пандемијата почнав да работам по една колекција годишно. Ама тоа толку некако после почна да ми изморува, затоа што буквално се сеќав како две крчак, колекции, човек. Собери пари, ши колекција, продади, купи нови материјали, значи буквално како крчаче бев. Ама остај купи продај, тоа е лесниот дел. Измисли нова колекција. Добро, за креативно, фала Богу, сам ми доаѓало, не сум имала креативен блок. Колекциите ти се за модните викенди. Ги изложувам на Моден викенд Скопје. Ама така ти се и плански? Да, мислам плански као Моден викенд, знам дека е прва недела април, односно прва недела као така некако беше и последна недела октомври, знам дека за тогаш треба да имам колекција. Ама модните викенди наложуваат дали ќе бидат исклучиво пролетни колекции или ти на тој викенд можеш и зимска ако сакаш. Едната во април, битно да е нова, да не била претходно покажана. Ама тебе ти го диригира ритамот, тајмингот на едниот викенд и тајмингот на другиот. И ти правиш колекција за едниот, па колекција за другиот. Да. Оти сестра ми, например, во модниот свет во кој што се прават колекции за продажба, не само за изложби. Пролетето, есен, зима. Не, јас ги продавам, значи тука да се разграниш. Не, сакаме интересен момент што ја прв пат кога го дознав од сестра ми беше ненормално. Ние сега сме во очи на пролет 2026-та. Сестра ми у моментов... Зимска пре. Ма каква зимска може за 2027 есен? Есен 2027, да. Да. Пролет 2026 на неја е пред година и пол издизајнирано, испланирано, сошиено, цртано. Да. Ја мислев дека многу малце. Ја ова кога го дознав. Ја мислев сега прават за есен зима прават. Не. Кога си во модниот свет кој што подразбира модна куќа, производство. На фабриката треба неколку месеци да изработи таа колекција. Значи мора многу однапред све да се прави. Што да шие, како се шие, дизајнерите да дизајнираат, материјалите се најдат. Тие дизајнери секој пат сака нешто ново да измисли. Овие ти се шивачки. Ама како ја предвидува модата? Има компании што работат на трендови. Извини. Знаеш, добро ги тоа. Не за дали знам или не. Не дали предвидуваат. Они ги креираат. Се трудат да ја наметнат. Има измешан е тој елемент. Као 27 пролет, есен, зима, што ќе се носи од као кај производител сака да продаде нешто што сепак ќе биде актуелно и сака да има продажба, ама у исто време сака да биде и дел од култура, дел од наметнатото. Да е трендсетер, плюс колекции што се у мода у тој момент. Ама има и фирми што работат на тоа. Значи големите брендови им плаќаат пари, они прават цело истражување за што ќе бидат трендови за година 2-3 од сега. Еве пример. Беа сега за машкиот свет гледам. Наеднаш дојде она да се врати у широко облекување кај мажеве, од тесно сега се префрли у... А секогаш да контра, за да купиш ново. Мамата. Нели сега Old Money е сега малце поише ушема, па сега малце пошироки се, джемперите се понесе, више струкирано искача сега, излезе. Да. Ама тоа некако
тука е бизнис моделот на модниот свет, ама исто е и тоа што се случува во општеството. Значи модата ти покажува, што се случува во моментот во општеството. Значи кога е економска криза се враќа злато у мода. Кога е некоја друга криза, исто е здолништата се подолги. Баш прави видео на социјални мрежи за тоа. И тоа некако си доаѓа природно, не е наметнато дека некој кажал сега следна сезона ќе правиме подолги здолништа зашто е рецесија. Не, тука едноставно природно си доаѓа, осеќаме ние дека треба да се покриваме, дека не сме сигурни. А кога сме во некоја по-окей време, кога нема толку проблеми, не е толку турбулентно, сакаме да се разоблечеме, да се покажеме. И тоа ли има врска? А плюс е и самиот бизнес, нели, модел на за да продава нови овак. At the end of the day, доаѓа до дизајнерот што го измислува и во кој mind frame е он. Ама тоа ќе му дојде да дизајнира. Трендови што им се наметнати. наметнати од професионалната формација. Например, цела облека ми беше у старите. И сега више викаме, ништо не е модерно одма. И на 31 се изнервирав у Зара, отидов и ама сега таа претходната спакуваја джемпери. За 2 години пак ќе биде у мода. За година 2. Да, и сега ама јаднаш како гледам. Викам, браво бе Зара, види што се паметни. Ќе направи како од големиве брендови скупиве што се копи-пейст и ќе го добиеш за многу добра цена. И ја кај ќе идам у Зара и бум. 3 пара овакви джогер пенсија тие се нови, нели? Емко тренерки, емко многу удобни, емко панталони доктораш. И викам види ги бро. Дај викам кашмир волна што се джемперите, дека тие се. Дај тој. О, добро, фармерки скинати, не се носат више. Не викам, а се мора да се менја. Па сега па више не се оние скини. Проблем само ти па многу пратиш бе. Ми се викам, чекај бе, дај се на широко поешен или умре тоа што широко додај се. Гледам такви, па ја неќам доле да ми се набираат, многу ме нервира. Гледам на се кроп широк, добро, ајде црни вакви, ајде во. И добро се реобнови. Само гледај составни етикети. Што значи тоа? Значи од кој материјал е направено тоа што го носиш. Па сега јас за горниве гледам, долно. Не, добро, долното не е толку страшно, ама да, за горен дел да. Горен, да. Памук, да, нешто. Да, Ја го приметив тоа пред некое време од кашмир волна да е комбинацијата. Да, добро, кашмир е потежок за одржување, за перење. Ако ништо страшно. Ама е убав на кожа. И убав е на дој и не ми се смалуваат. Ај, памтиш и го зборевме пред некое време со спортскиве мајци. Ја го приметив пред некоја година после толку за години. драйфит или за такви за вежбања? Се што тие се најлошите мајци што постојат. Најодвратни, ја ги мразам. Се што не е памук, така одбивно почна ми станува. Ја не можам да го поднесам. Сега имаше баш и научни истражувања конкретно за жените, за облеката за вежбања, да, дека цела е 100% полиестер. Колку всушност може да ти направи хормонски проблеми, особено ете секој ден ако ја носиш со сати, ја носиш цело време се потиш, цело време мора да переш. Дерматолошки проблеми се направи со тоа, бе. Да. Со лиша и со ова и имаме гоца кожната, вежбаше ќе се јавам, знаеш, кам гоца, само памук, само памук, не смееш друго ти да носиш. И јас со памук, само така сега. Да, ја барав баш неудобно, сега ќе се активирам да вежбам, многу сум лези јас. Баш барав облека за вежбања и многу ми беше тешко да најдам. Пускај жени зашто хеланки е мода, оние што се како се вика спортбро. На топчиња. На топчиња. Абе ти кам, значи ја бев атлетичар долги години и се знаеш атлетска опрема, ај шорт са добро са. Шорт, ама и тој ако го носиш долги сати, пак не е окей. Да. И така си купиш тркачки шорт, тркачки дрес, да, и нормално, или е полиестер, или некаков еластин, како се викаат, не знам што. И ко тебе јас, ме чеша, мириса. Да, колку да си бањат мириса. Не ми е убаво, не, да. Или како го запотам, некако ми се лепи. Па тоа е дека не дише, знаеш зашо е? Не дава на кожата да дишеш, кога носиш памук, иде низ тебе, поминува. А например, по дома исклучиво памучно мајче, затоа што си сакаш комоција. Да, па и за спиење што е многу важно. Не можеш дома у драйфит да седиш, така си. Како будала седи у драйфит дома. И што ми беше многу смешно едно време, сега се спремам, јас се тренир и по навика фаќам, не, бам. И обичната за дома седење мајчка, данк, само памуш. Истрачај со неа, бе, дак, малце. Ке затежне? Потешкичка ке биде, ама дури и кога ќе се исплатам,
Убаво ми лепи Па дека тоа дише, потане, дека како ти вака. дише излегува од телото, а со вие полиестерот вака ти лежи. Не дава да излезе. Нема Ко со селотейп дупчиња да за си се излезе. залепил? Ко со селотейп? Само на ептен долги овие планинскиве си имам едни, Добро тие што се да. не можам да ми држи пот. Ама сега искочија едни, не знам што тип на котон е тој премиум котон, некој кој пак ме потсеќа на спортскиот материјал, а читам А дека е дише? 100% котон. И сега не знам што му прават, ама е памук. Чиме премиум, најверојатно не се користени пестициди при неговото растење и боењето коите се не се некои како да е химички. еластичен, малце како да е така, потсеќа на овие спортскиве. Мгм. А има еластин или 100%? Не, Да. 100% памук си Мгм. пише, ама е Добро, потенок. предењето може различно. Многу да. е изгледа некој е пофино, ова конецот што се Мм. не знам, ама има и како и премиум спортски памуке. Мгм. Веќе го има, го гледам Да. и во спортските брендови дека и они И изгледаат сигурно е поскапа од овие Ко? полиестерски. Охо, 4 ќе купиш за таа Мм. една. Ама поарно таа ќе си ја земам. Тоа е така треба да размислуваме, че не може да се Полиестерските каже се не одвратни, купувај бе. од Зара зашто тоа Ама е што ќе ми економската се моќ. 4 чоче Ама, кеса? Кеси, гледај што со да ќе си материјалот, купам да. 4 кеси, бегај тоа глупости. Да, си имам Плюс- зезна до тага со 2 джемпери, едно перење со бирање. А, викам не. И викам дали имате со кашмир волна? Има. Браво. Тие ќе си 4 джемпера се 4 и едно бојни, тоа е тоа. Мм. Да, тие Ама, бараат нега. Јас уствари сватив дека материјалот е Материјалот е најбитен. Материјалот е Значи се. не е толку брендот од кај Не. купуваш, зашто на крајот на денот е економската моќ ни е таа. така. Значи не може да ти кажам купувај од најјаките брендови или да се правам се јас од високото добро утро. Значи тоа ни е економската моќ. Ама доволно ете, види го составот. Прати колку толку ете за брендот, дали експлоатира деца, дали гори, шо прави, па некогаш може да си кажеш чекај стоп, не купувам таму. Вајда не експлоатира Зара. Не, колку толку се пооке они. Ај за ателјето малце ме интересира тој дел, како се отвара ателје, како се одлучува, што уствари што значи уствари ателје, онака убаво у суштина долови ми, некако да не имам едноставно сваќање за што е ателје. Па не знам, или имаш многу високо сваѓање, не знам кај што Вајда размислувам. е Никако, одбој. рачунај дека неам и рачунај дека онака прв пат слушам што значи ателје. Ателје е место каде што се изработуваат облеките и сам работите и каде што има опција да се изработат момберка. И добиваш пристап само за тебе, значи се шие само твој конфекцијски број. Не е ни конфекцијски број, сите Померка сме е, да. измеѓу конфекцијски број, да, никој не е точен конфекцијски број. Се шие само за тебе, целото внимание е на тебе и имаш приватност, затоа што ја, например, конкретно моето ателје е во стан, не сум во дуќан долу, што колку што е плюс и минус. Но ете, например, клиентите сакаат таа приватност, затоа што ете таа девојка ако дојде Сама. полугола седи на провадур, тоа е парче се уште се создава е парталче. И нели по заштитено се осеќа ако е нели во стан, а не долу кај што начик на сите луѓе и минувачи. Работам Кога го и како го почна ти прв пат? па јас фирмата отворив 2012 Фирма за модна ателје. така си стои тоа, Да. модно ателје. Аха. Јас не сум сива економија. Не, многу ми Да, се туку кул сум тие за нечија, моменти што се дефинира во Да. дејност, знаеш, такви ствари. Да, предходно не воде, затоа што јас мислам дека бев во занечиска комора првиот дизајнер што им отидов и тоа ја отидов со италијанската диплома и таа ме гледа, Ирина, не ме зафркај, дај ми до дипломски дипломата. Кога тука со основно имате, јас сум мастер и носам диплома. И памтам дека татко ми помогна, ми купи првата машина на која што работев и ми помогна некако финансиски за првата колекција и тука нормално првите клиенти ми беа другарките. Чекај, со стопанската комора, Не стопанска, занечиска комора. за нечиска и Идеш таму и кажеш сакам да станам ваш член и плаќаш и они ти отвараат све. Толку е Така е, процедурата. толку. така. Барем тогаш беше у 2011-12. Знаеш зашо не е Мм. уопште банално ова да не Мм. звучи сега дека запињам за глупа ствар. Ја бев столар едно време. Ама ја многу различно дистинкција имав за што јас правам кога правам маса
и си се сметав дека ова е едно уникатно, па би рекол и уметничко дело, затоа што ти Ти беше дојде, тешко го продадеш? ја го не, и сега ја одам да отварам фирма. Тешко било за нечи, валјда да се И пише. треба да пишам дејност, треба го регулирам сега како се продава ово затоа што има и уметнички елемент. Да. Како формирам цена. И сега идам ја ујапа и објаснувам и таа ме гледа ко падната од Марс. Она мисли дека јас сум фабрика и треба да имам каталог на производи, што влага како материјал, и она ми го бара тоа како документи. И ја не можам да ја објаснам дека таквите, да. и не можам да ја, ама не сум викам таков столар. За нечија си бил. Па нема, тоа е столарија са, ти са или столарија ќе отвориш што не ми објаснете. Затоа сум малце така, се што има малце уникатна природа у нашево поднебје, мала уметничка димензија, ако отидеш пред официјални институции, те гледа ко паднато од Марс. Ја не знам на кај како го изрегулирав тоа, некоја општа клауза таму, производство, ја и глупа. Ама ти си бил доел, не си бил за нечија. Не, да, уствари, не бев за нечија. Мора фирма да отварам. И за нечија фирма, ама најмикро, не, ја морав да извезувам, морав да имам такви ствари, затоа им беше, и затоа те прашам сега, и ти си моден дизајнер, правиш уникатно дело што некој како уметничко дело може да го продаде. А јас кога отидов прв пат во занечиска комора ги гледаа, они таму имаат дејности шифри, нели? И ми викаат, од твоево има изработка на горен дел облека. Гледаш? И се ја викам, добро, ајде, и мене ме стави во категорија со шивачките. Зашто ја бев прв моден дизајнер што дошол да се зачнел никај нив. Потоа во меѓувреме ги сменија, значи ги апдейтува, и сега сум специализирани дизајнерски дејности. Гледаш дека го имало истиот проблем. Зашто после мене почна и други колеги да стануваат членови и мораш оние го приспособат, затоа што тие некои правилници кај нас се не знам, валја од Југославија или од кога се, сега има нели нови професии, нови работи има. Така. Порано немало модни дизајнери од 90-ти некаде се појавиле, ама тие работеле главно и со модни куќи. Да. Тогаш сме имале модни куќи. Така да јас така си почнав. Океј, сори за овој технички детал и си го отвараш ателјето. Да, го отварам ателјето. Првите клиенти ми се обично нели луѓе што ги знам, другарки што ме поддржуваат, и полека со сите заштедени пари си купувам нова машина. За разлика од, например, сега што државата дава грантови за почнување собствен бизнис, што, например, ја тогаш тоа да го имав. Во едната година ќе си ги купев сите машини, а не едно, па собери пари, па купи друго. Абе, добро се времето и просторот. Не, па добро, вали и тоа те јача, не знам. Сигурно. Исто, у меѓувреме многу си работев на работите што сватив дека ми фалат. Значи, ние не учевме бизнис на факултет. Да, ја починјам бренд, врскане, сам имав нешто маркетинг менеджмент, ама учам маркетинг. Тие беа колку да ги положите предмети. Па учевме кампања, нешто креативност, ама како ти да го менаџираш сето тоа, па да најдеш соодветни соработници, зашто нели не вработуваш одма, не си финансиски моќен одма да вработиш човек. И така некако лека по лека идав на обуки, исто бев и прилично срамежлива, сега имам гајле да работев многу на тоа. Па не само за бизнес, се што гледав дека ми е некој минус, гледав да се надополнам таа дупка, да. И некако лека по лека почна сами да си доаѓаат работите. Сега можам да кажам дека од 2018 па навака цело време нешто, некој мене ми саува, сака нешто преме, нешто се работуваме. И јас сум многу благодарна за тоа. Ама поминале години кај што сум се мачала да направам име. Бар 5. Колку имаат поминат? Од седмата мислам дека. 18-та до 12-та, 18-та. Така е, мора. Од седмата година. Па нели беше за бизнис 7 години за да види дали ќе обично после 5, меѓу 5 и 7, ама сепак ние сме мал пазар. Тие глобални равенки не важни. Да, кај нас малце плюс мора да додадеш, да? 8-9. Ама можам да кажам дека после 7-та година јас сум стварно многу благодарна што ми се јавуваат луѓе, ајде да правиме она, да се работуваме. И се убави, мислам, проекти, се такви убави соработки, да. Значи не ми се случило да биде нешто што не сакам да го правам или не можам да го правам или не знам, или само ако не можам да го направам ќе ги упатам кај некој друг. Ама фала Богу биле многу интересни, за например, дека
Некако тогаш медиумски почнав ја многу да зборам за одржливост, за sustainability. Беше прилично нов термин, ама тоа си тргна по мене, затоа што јас обрнував големо внимание на материјалите. И беше прилично нов концепт, почнав да читам, и сваќам дека сакам тоа да го работам. И викам, ја запишам втори магистарски Втори? и се запишав на Green Economy and Sustainable Development. И некако се насочив ептем во таа насока. Извини, тоа е она H&M што го праја, Ова е зелена економија и одржлив развој, вратија старата облека и од таа Да, они ќе циркуларна економија, Ето. да. И тоа почнав да го работам. Тоа е меѓу првите пластично кај да го нас. разберам. Да, пластично тоа е. И многу беше јако што всушност гледав, кај нас имаше само еден факултет што нудеше таа програма, што викам сега не можам пак да се спакувам, се заминам, бренд имам, се имам, не може да више функционира работиш. без мене. Морам некаде локално да се запишам. Ама некако така беше, викам, да идам, да не идам, и викам на моите, викам, се мислам на втори магистарски, ми викам, како сакаш. А плюс е многу е подруго кога ти си имаш пари. Ти ќе си платиш, нема моите ми даваат пари, значи јас си решувам што ќе си Така правам. ти кажеш, што ми кажуваш и правиш Што сакаш прави, да, што сакаш прави. И ама викам, како со бизнис, знаеш, сега друго е да учиш на 20 години, друго е на 30 години да учиш, сега малце е тешко. И ми се јавуваат тогаш од UNDP, ми викаат, ти знаеме дека многу пратиш вакви работи, дека си експерт за вакви работи, која е најзелена фабрика у Македонија за текстил? Верно на обојно. А јас се размислувам, ги собирам документите, што до следниот ден е рокот за документи. И викам, чимо вие ме сметаат за некој што тоа го Експерт. работи, и викам, кој може друг поише да ме смета, и следниот ден си ги носам документите. И се запишав и така мислам, тоа ми отвори многу видици и беше многу интересно дека на првите часови кога се запознававме со професорите, и сега целата моја група на колеги беа главно со економска позадина. И ја доаѓам таму, Креативецот. викам, јас знам економија, само че сум го водела брендот. Значи, да ме прашаш дефиниција економија, појма немам да ти кажам. Или економски теории, или не знам ништо, викам, ништо не знам. Знам само што сум го водела пракса, мојот бе? бизнис, да, од пракса. И сега некои професори така беа малце скептични на старт, као што мајка барава тука. Додека пак други фино изреагира, ама потоа на сите часови ја имав приказни за споделување. Праксата. Значи сега имав праксата. Или исто што се случи кога почнам да предавам во Скала модната академија, предавав бренд менеджмент. И кога Џолев мене ме викна да предавам бренд менеджмент, ја викам, човек, како ја ќе предам бренд менеджмент? Не знам да предавам бренд менеджмент. Тебе термините те плашат. Да, и ми вика, како не знаеш, вика, ти цел бренд од нула си направила. Вика, И ти кој ала вика друг фирма да моја. предава? И викам, чекај книга да си купам ја да видам the steps као чекурите. И купувам баш една книга How to start a fashion label, не знам некоја таква беше. И најјагото беше као ги читам чекор по чекор и викам, тоа го направив, тоа го направив, тоа го направив. Значи јас И сум сама модела by the book. се by the book. Погрешка. Значи нити На некој од инстинкт. мојата фамилија е менаџер, бизнисмен. Значи буквално така, природен раст. Следно треба тоа правам, следно треба тоа правам, следно треба тоа Ама да така е правам. најбоље. И не те мрзи. Си сакаш. Да, кога си работиш за себе, мислам најубаво, најтешко е. Бара многу дисциплина, бара многу жртвување. Памтам дека кога ми тргна работата, тој период работев матурантки, више не ги работам. Знам дека за 1 мај цело друштво се договараше и одеше негде. Ја не можев никаде да одам, што матурите се од 15 па натака. Тогаш ти Значи, се многу ми беше тешко и криво, затоа што не можам никаде да одам, ама сега тоа беше периодот кога можев повеќе нели пари да заработам и да направам име. И многу беше убав моментот кога почнаа да ми доаѓаат луѓе што од никаде не се знаеме. Да ми бидат клиенти. Зашто нели први се твоите пријатели, па другарки на Како дознава другарки. е првиот клиент за тебе, што не Па те ете со знае лично? ревиите, почнам во медиуми да се појавувам. Така природно некако. Те виделе Од те Медиум. човек на човек, бе? Да, тоа е уствари најдобрата реклама, Најдобра. препорака. од задоволен клиент. И многу бев тогаш срекна кога ми дојде баш прво девојче што мислам дека беше од некој друг град. Дека никаде не се знаеме, видела на социјални мрежи, се допаѓало и сакаше да дојде да се купи нешто. И денес веќе ти е тоа многу по секојдневие. Да, Ти сега веќе доаѓаат не сум онака. таа. Колку години Со е само веќе непознати ателјето? 13? 13, сега 14 да умрт. И да речеме некој што ете само слушнало во оно што објасни му што може да очекува девојка, жена или мажи, за машки Работа дизајнираш. мажи, жени, деца и кучиња. Значи нема врска, така? Било кој може. Да, мислам жените мислам
главни клиентки. Кој мажи шо? Процесот Одела? кој е? Што може да Работа, очекува мислам. човек? Ето Доаѓа, низен го влеков, нокаут сум ги облакала за концерти на времето. ти сте контактира и сега понатака како оди тој процес на работа со Да. клиент, што може да очекува еден? Па еве на пример ако сака да види некоја парче од колекција, за мене ми се изложени сите на сајтот уште од 2014 имам онлайн сајт, цените се транспарентни и ако ти одговара, голем дел од луѓето ќе го видат на сајт, ама Тие ти сепак се сака као да дојдат да го пипнат, да го пробаат. Ама тие ти се готови, мислам готови, Тие се тие се готови модели кои што може онака made to order да си ги Да, нарачат. во поголем човек. број, помал број, Да. друга боја. Ми се или свиѓа нешто. дизајнов, ама измериме мене за Да. да го направиш на мене. Да, Океј, тоа ми е малку поедноставно, ама доаѓа некој Од што нула? сега да, тоа е обично за свечености. Свечености никако последниве години се помалце работам, затоа што работам и многу проекти каде што сум низ разни градови со средни текстилни училишта и едноставно немам време за се да направам. И кај нас, да, обично така доаѓаат за свеченост, дали е свадба, дали е ета кума, ти од сватица на нула сега другарка. треба да му дизајнираш нешто. Да, и сега сакам секој да ми покаже од прилика, нели, зашто не те познавам, прв пат те гледам, не ти го знам Зашто стилот, не? да ми покажеш од прилика нешто, нели, што ти се допаѓа. И секогаш исто тоа им пишувам, јас копија не работам. Ако сакате копија, обратете се кај некој шивач, значи Да. нема потреба тука дизајнер да се вклучи Да, во да ти од процесот. тоа само се инспирираш. Да, и сега ќе видиш, се среќаваш со клиентот и гледаш дали и тој колку слобода ти дава. Многу е убаво и кога ќе ти даде доверба, а не те познава. Ти вика, како мислиш ти, така, јас не се разбирам, само сакам убаво да изгледам. Тоа е многу фер. И тоа е многу убаво. Ама има и некој што вика, ама јас не сакам тоа, не сакам да е кратко, не сакам да е долго, не сакам да е вака. Значи и тогаш знаеш дека ќе биде многу тешко да работиш. Затоа на пример ја престанав одамна да работам матурантки, тоа си го сметам за майлстоун мојата кариера. Значи не наградите, Да не ти треба. кога стигнав на некој ниво да си кажам не морам ова да го работам, затоа што ми беше многу тешко. Thank God. Дека стоев меѓу девојчето и мајката. И са мајката има една визија, ќерката има друга визија. Ти треба двете да ги направиш задоволни, И зашто сите највише мајката знаат. да треба да плати, а девојчето треба да го носи. Сега поише ќе се насочиш кон девојчето, ама мајката не е задоволна. Зашто нели секакви карактери, некои си лечат фрустрации на тој начин и Оф, многу ми беше убаво кога ми се јави едно девојче. И рана пролет беше и викам извини, не работам на матурантки. И тоа баш буквално си го сметам за майлстоун у мојата кариера и им се Спуштање вака. восхитувам на мои колеги што работат уште. Значи стварно им се восхитувам зашто навистина е тешко. А колку ти треба или колку сакаш да запознаеш, да дознаеш нешто повеќе за клиентот? Ја, например, порано, кога ќе ми нарачаа маса, и ако се од тој тип на клиенти, отворени, да. не морам објаснувам што правам, знае и он самиот целиот овој процес што е, ја барав, како прв услов ми беше, ја мора да бидам, да седам во просторот кај што ти Дека ни в дома замислуваш дојаш, да. дека ти треба Мм. ова. И барав било што нешто за да ми даде океј, тука добро, значи ту сакаш трпезариска, чекај, кај Мгм. гледаш прозоров, кај ти гледа, како се замислуваш ти, кај ќе седиш, колку луѓе ќе седат и сето Мм. тоа ми храни. Не знам ни што ми храни. Да. Не дека имам ја не, тотално Како се онака. познаваш повеќе, ако не? Јас се отварам само и некои фреквенции мене нешто ќе ми Мгм. кажат, ама осеќав потреба дека треба да знам нешто за тоа нешто ќе ми дае. И како е тоа у твојот Па затоа ја свет? на пример ги викам кај мене во ателје. Значи не е муабетот само на чет. На чет ги кажуваш така, условите, да. ета, не работам копи, ова она да се видиме, материјали ги да ме купуваме заедно или зависи са каков модела. Принципот им го објаснуваш, ако им одговара, да кажуваш средба и си доаѓа буквално како на кафе, на разговор. И модел и материјали купувате заедно? Да, ако е нешто за свечано, зашто ја немам такви материјали, одиме и купувам. Зашто ја не викам, на пример, како што работат некои шивачки, купи таков материјал и што ќе Мгм. донесеш тоа. Значи, нема шанси. Сепак на крајот на денот стои моја етикета на тоа. Така. Толку години сум поминала, сум се трудела да изградам некое име и сега на крајот на денот најмалце битни ми се парите, побитно ми е името што сум го градела. Парите ќе ги потрошиш секако. И ја прашувам. Океј, според ова што ми го покажа и сега ќе видам и уживо, затоа што и на Инстаграм кога ги гледаш, кога ќе ти пишат, Ясно. не Така, секогаш све се така, гледа. така. Ја прашувам, што сакаш да истакнеме? Што сакаш да скриеме? Значи секој има нешто што не си сака кај себе. Што повеќе носиш? На пример, ако е некој модел кај што она не знае дали сака ни кратко ни долго, ја прашувам.
Кам дали сакаш нешто, не знам, кај нозете да скрием или ќе кажам, мислам дека си пониска, дека треба да носиш нешто пократко него или подолго, ама како сакаш ти на крајот на денот. Ги почитувам секако нели твоите желби. И полека тука се договараме, земам мерки, почнува да се работи или меѓувреме одиме да купиме материјал, се нели зависи кој дел од процесот. Си доаѓа на проби, има 2 до 3 проби зависно од моделот. Тоа зборувам повеќе за свечените работи. Ако е на пример кошула или нешто, тоа мислам со една проба, некојаш дури без проба поминуваат. И потоа доаѓа си го зема и Не дели се упрашање процесот? зависи од кој период на годината, од моите други активности. Вали комплексноста на што и да се прави. Да. Ама доаѓаат они често со крајни рокови, кога морам ја до тоаш да го имам. Знаат И он некогаш да мисли дека дојдат, тоа ама за јас 5 дена ќе например биде Ако е свеченост ќе мора валјда, има датум кај што треба носим. Да, ама таа може си мисли дека за 2 недели ми е свеченоста и доста ми е. не, доаѓа за обично за свеченост, ако е многу битно, Сигурно се 5 ума. месеци порано ќе ти дојде, затоа што е возбуден. Ама ако е нешто Да, вака, сака да си го има. да, рандом или не знам, некој настан од работа и тоа организираат, не знам нешто и годишниот на фирмата и нели е битно да Пример, ја кога си шија модело па мерка, Мгм. кај мојот, и знам кај треба да си купам материјали, имамо таму и само му го носам. Знаеш како сакам и тоа е тоа. Така, И за 2 недели да. ти може само апдейт на мерките да му кажеш, качив на маса овие не месеци, стално или ме ослабев премерува, некој, не. фатив Што е малку трейл ран. комплицирано кај мене, тесен струк голе Да. ова. Ама не стално си има премерување. Па мора, затоа ти викам, ти варираше, Ама Да, процес си е си поубаво знам е што кога има сакам да- подолго време, ама на пример се случува со невести, тоа на пример се случува, ако невести некако се поретко, по со 1-2 дела е годишно. многу поедноставно. Затоа игам кај Да. Добро, жени. дело е сигурно- најтешко нешто за шиење, ама да. Ама што тој мајсторот му Не, е тој цел живот шие од дела и и затворени тоа е очи ќе ти го тоа. сушие. Да, а нормално. кај жена има фустан од до. Да, и плюс жена има облини. Мислам пак е И секоја различно. Обично има И облини. секоја нешто различно сака да Да. истекне. Ова нема, тоа е сакое, панталонице тие. да, класика, Да. мислам, тоа е. Само според твоите мерки се прилагодува. Кул, кул. Мислата што да ви кажам. Па сакала некој фустан со такви. Да, за невестите. Например, се случува ета тие што има невести или што премногу се возбудени за тој ден, сакаат се перфектно да изгледа. Се замараат со најмалата ситница од не знам какво цветчек има на масата, нешто што никој посебно не го приметува, ама нели секој си е различен, тука е ствар на карактер. И таа девојка што е толку во брзање под стрес, секоја проба е послаба. Стварно. Ау, А она не е свесна дека слабе, туку едноставно трчање од стрес или па Забора да доколку ја- е Обично бремена. и сакаат да ослабат бајаги. Па добро, сега сепак зависи, ама или на пример е бремена и сега се случува зависи кој месец е. Има еден период кога наглон или рипа стомачето и она доаѓа нов конфекцијски број. И тоа треба да го имаш Оф, мори предвид, човече. мајко. Да, и затоа тука од старт се договараш со нив како да биде нешто пофлексибилно, дали биде корсет да се врзува назад за ако се расшири да нема проблеми да Да. нели мислам Ај за пременост, окей, ама еве овие што ослабуваат, сега ти у еден момент треба готово фајнал, ја го Да. шијам да ова, не што можеш на правиме? ден пред настан да го Вајде е дадеш. полесно да ти ослабе него да се зголеми. Стесни. Па зависи од моделот. Зависи од моделот. Моделот на облека или моделот, Моделот на облека. Можеш Кројот. да додаваш парче. А не, знаеш дека некогаш како си оставаат, како беше таа техника? Со луфтите? Резерви. Да, сега толку е, например, кројката, Да. ама во начинот на кој што е... Да, ама не можеш во свечените материјали, ако е некој Немаш лесен толку материјал, многу. некој ќе го отпараш, дупчиња ќе останат. Да, Знаеш, не можеш со се. да. Ама еве на пример јас Гледа исто колку ситници има, Тешко Само. за јабанца. Затоа игам кај женски финтици, фустани. и милионот, после баш зашто онакво. случиле психологија? Како да не учиш психологија после? Ама и во занатот, Сите 4 затоа, години. затоа е занат, затоа има многу такви финеси, сигурно финтички, ова Ама вака и се учиш, прави, мислам, и ова јас вака се многу прави. многу работи, на пример, не научиле на факултет, искуството ме научило. Ето на некој нешто се расипал патентот, па се викаш добро не купувам што овој патент или одиш на друг пристап. Мислам, се ти е тренинг. Ле си водиш евиденција колку имаш направено дела? Почнав едно време, ама не се држам до тоа. Стотици, Пробувам сега на илјадници, годишно колку да- е? Сигурно се стотици низ годините. Илјадници не се, не. Не Не. 1000, ама преку 1000 поминал. Не, нема, зависи ствари. Има категории, Да, тоа вајде. се- тоа. Има категории. А за мажи шо правиш? Шо шијат?
Мажите кимоно. Добро. Не сум осме. шиела кошули, сум шиела панталони, сум шиела и сакоа, ама сега некако се поретко. Некогаш ги вклучувам и во колекциите мажите. Например, кај јуруците имав баш една кошула со патент и многу ми беше кеф што всушност таа кошула ми ја купи еден од членовите на Efterklang данскиот бенд. Зашто јас им го работев мрчот на нив. Се продаваше за минатата турнеја, маичките ја им ги шиев. Што беа со омотот од бендот, што има од плочата и он многу му се допадна комбинацијата и си ја купи и кошулата и панталоните. И потоа видов дека всушност на цела турнеја он ја носеше кошулата сам со други панталони ги имаше искомбинирано и сам не ми се веруваше. Тоа е многу јако, бе. Преако на сите настани, сите настапи што им беа дека европска турнеја правеа, ја носеше мојата кошула. И не ти се јави некој од Европа иста. Па не, он не е изрекла, но нема ни социјални мрежи, само со бендот имаме соработка, ете например. Тогаш валја сте го виделе Македониум бенд, тоа беше исто документарно видео снимано тука во Македонија со наши музичари, со Efterklang бендот, они дојдоа, работеа со наши музичари и имаше настап пред Македониумот во Крушево. Исто и хорот на МКЦ беше тука вклучен. Мислам тоа е преубав проект и многу на рандом, као 3 дена пред настан мене ми се јавија. Сакаш ли да се вклучиш? Викам, такам, зашто да не, доаѓам таму и сваќам дека ствари документарец се снима, ја врсканам, доаѓам онака на состанок. И потоа кога беше промоцијата, имаше настап во Крушево, па имаше следната по неколку месеци или како беше, имаше настап во Копенхаген. Исто ја таму бев стилистка. Ги мешавме со народни носи, некои елементи, тоа правевме модерно и исто од локални наши дизајнери од колеги земав облеки ги скомбиниравме. А потоа кога беше промоцијата на филмот на Cinedejs тука во Скопје, направивме дека они дојдоа со свој фотограф што сликаше со стари апарати, со аналогни апарати и уствари направивме, ја рандом уствари Копенхаген, бекстејдж им спомнам, викам, да направиме во Скопје кога ќе биде промоцијата кошули со као колаж од сите фотографии од фотографов. Ја му кажам на фотографов ми вика, тоа е супер, вика ќе збориме. И проаѓаат месец-два и ја му пишувам мејл на тој главниот што као пејач менаџер, све што има, на Размус и викам ќе правиме ли мајци, се ближи Cinedejs. Кошули као. И ми вика, чекај, шо како? И му викам, па мислев као сликите од Сорен да ги споиме вака така. Леле, предобра идеја и всушност ствари сите ги облеков тогаш, зашто беа многу голем бенд. Значи Efterklang и плюс македонци и плюс хорот на МКЦ беше. И тоа беше прв пат на иста сцена да има преку 30 луѓе мои облеки. Значи преако беше хорот носат мои фустани и овие носеа кошули. Стварно е. И преако испадна и после некако исто спонтано муабет ми викам многу добри мајци ќе излезе за омотот, што омотот има вака со рацете со они. Као нема тела, само раце, се нивните раце, тројца се во бендот. Викам, многу јаки мајци ќе излезат. И ми праќа после тој мејл Размус. Ми вика, Ирина, сакам мајци да ни преш. И им правев ствари мајци, што уште на средина на турнеја им се распродале сите. Мерч. Да, мрчот им го правевме. Една многу убава идеја вака како за крај исто на сајтот или не знам сега, те прогуглав. Со давање почит кон саканите и оние носливи спомени. Многу симпатично, многу убаво ми се виде дека ете уште една сфера у која што може овоа да си најде некоја подуховна вредност. Чисто тебе да ти дам up to date. Онакви миленца. Тоа и стари пачворк, стари облеки парченца. Такви стари парчиња од баба што имаш некои, што ти значат, а реално у денешно време се забораени, фаќаат пришина, менјаат боја, Да, бувљак за 10 денари ќе ги купиш. Како ви текна уопште и изимаат и ги искористуваат сега да го искористи некако во парче, во облека, во дизајн. Како ви дојде ово, како ви текна на ова? Јас почнав уште пред 3 години да го нудам сервисот за пренамена и употреба, апсайклинг. Каде што клиентки ми носеа стари облеки или облеки од нивните мајки, баби, што ги носеле, ама сега веќе не се нивен стил или едноставно се више стари облеки не можеш да ги носиш. И со пачворк техника, односно надавања, правевме едно уникатно парче. И тука сентименталната вредност нема цена. И некако спонтано дојде со Емилија Добре дојде Македонија, организацијата со која што ги работам обуките низ текстилните училишта. Ми викаме,
Јас ја памтам баба ми, што јас на пример немам такви сеќавања од мојата баба. Баба ми била професор на факултет, не ја памтам дека правела миленца. Вика, моите сеќавања се како баба ми имаше цела заедница, комјунити, кај што си доаѓа локалните нејзини другарки, бабички тука, и они сите си плетеа и си разговараа. Да. Дека тоа е нели јога на мозокот, као психотерапија на некој начин. Да. И вика и многу сакам, имам од неа вика работи, што ми седат вика у подрум, у кеса. Миленциња Да, такви сакам некако нешто да направиме. И направивме баш една кошула со такви ракави, тоа баш тоа едното миленце беше уништено, некоја флека имаше, го перев, никако не можеше да се извади и го однесовме во хембој бојаџијата во чаршија. А тие црните што ги покажуваш Да. Значи тоа е префарбано Да, црно. го фарбавме кај во хембој и ни направив кошула што неа и беше толку многу кеф затоа што не е толку самата кошула, туку приказната. Така да. И потоа почнавме да го нудиме како услуга, секој дека може да ни донесе ета миленца или нешто што има, што може да се аплицира дали на кошула или да се направи некој додаток. И еве сега последно баш ми донесе, тоа може вас ќе ве интересира. Една соработничка ми донесе вреќа за спиење од незиниот вујко што бил професионален дриличар, се како и тоа да се вика, скипер, како се вика, не знам точно како е зборот. Што починал и она вика, ова ми е единственото нешто што јас го имам од него. И вика, вреќа за спиење. не ми треба ми на вреќата за спиење, не одам некаде кај што ќе ми треба вреќата за спиење. Сакам да ми направиш јакна. И сега тоа всушност следнава недела ќе правиме јакна. Баш ќе ти кажев, тоа е таков материјал и еле генијално. Да, И се ти си отворена и за ова скроз ново нешто, се појма немаш јакна како се прави. Сега ќе треба да смислуваш што да правиш. Јакна сигурно знаеш. Да, ама не си правила од вреќа за спиење. Да, од вреќа за спиење, мене ми е предизвик, ја учам. Тоа ти кажувам, сега знаеш што, јас сега мајка ми ја замислувам, ќе почне од оние јамболи, од во кебиња имаме, од баба ти, од... Леле. Да, од кебиња може исто интересни Сигурно јакнички, се направи милиони идеи јамболиите саки им се многу доаѓаат. тешки, сам тежи тоа е поише изложбено. Исто кој ја тоа што го направив на пример од килимот, тоа е музејско парче, сам тежи. Тоа може само некоја звезда да го носи на ред карпет 5 минути и толку. Знаеш колку жени, колку тони такви има по подруми, дремат, прашини фаќаат, дали кебиња, дали миленциња, дали еве може и облеки, ама обично се такви некои или оние како се кажа, не цел тепих, него само како стази, да. Стази. А тие секад се со многу интересни шари затоа што ги правеле од што им се нашло. Да, па тие се ткаени од стари облеки. Тоа е sustainability, тоа е циркуларна економија. Значи му даваш нов живот. Ама и тоа многу кул са ја мојов многу јак моден мозок. Па добро, може секој ти даде идеја, нешто ќе ми донесе старо да замислувам пачови од такви ленти, можеш да си направиш пачови да ги. Да, и тоа е уникатно и само ти ќе го имаш, значи ја и да сакам. Колку е досадно. Зашто да нема сега некој пач тука од баба ми и да сакам уште еднаш да го направам, нема да можам да го направам, што тие се материјалите, толку е. Нити па можам истото да го исечам. Тоа е убавината на работата со раце. Значи нешто што не може, вештачка интелигенција се што доаѓа. Вчера баш бев на една дебата кај што тоа расправивме, викам, за наетите не може да ги замени. Викам, да, другите професии ги земе и затоа на пример сега има поголем интерес за стручните училишта. Така е. Да, исто го зборевме и ние. Тоа со вештачки интелигенција ќе направи само поише да цениме кога некој actually стварно ќе го направи. Да. Ќе си најде своја примена. Дури малите грешки што се во рачната работа даваат убавината беше убавина. Не бе, како не. Ирина, фала ти многу многу интересни моменти, убава приказна. Фала ви за поканата и убавиот муабет, да. Можам уште 100 сати си седам тука. Знам, тоа е обично добар знак. Да, ќе ви дојдам пак. Или вие може кај менувате да дојдете да видите како е. Тука сме обавезно. Да ви извадам од студио. Те пратиме, фала ти многу. Фала ти се слушаме. Поздрав.